Почитувани гледачи, добро вечер. Добре дојавте во уште едно издание на Јади Бурек на Сител 3 телевизија. Како што ви беше најавено, вечерва имаме гостин во студио, председателот на Комората на извршителите, Гордан Станковиќ. Господин Станковиќ, добро вечер, добре дојавте. Добре најдов. Поводот за вашето гостување, можеби најактуелно минатата недела, кога се дигна една бура од реакции по повод најновите застарени сметки кои почнаа да се реализираат од страна на некои компании, не знам, топлификација, не знам, Евана, не знам, така натаму, зависно од која компанија, да не набројувам прецизно, која предизвика голем гнев кај во јавноста, имено тоа беше проследено и во дневниот печат и во другите медиуми, а некако мојата емисија, како најотворена, беше просто бомбардирана од реакции. Реакциите идат, значи, како балистички ракети од еден на друг крај, некои се прецизни, некои потполно промашуваат темата, но на некој начин проблемот во така наречениот закон за наплата на долгување или не знам како точно попрецизно се нарекува, можете вие тука да ме коригирате како сакате. Но, за тоа ќе одиме по-детално, имаме многу простор. Ја би ве замолил сега, вака прво ме интересира, вие сте председател на Комората, од кога постои Комората на извршители, каква функција има таа, чисто запознавање? Да, благодарам на поканата пред се. Драго ми е што можам да присуствувам во вашиот медиум и да помогнеме на гледачите, на вашите гледачи, да ги расчистиме прашањата кои што ја анимираат јавноста подолго време, па дури изгледа дека и постојано и редовно сме заангажирани во јавноста со овие прашања поврзани со долгувањето, па се разбира и присилната наплата. Значи, Комората на извршители на Република Македонија е основана врз основа на закон, донесен 2005 година. Таа почна со работа на 7 јуни 2006 година, пред некој ден имавме јубилеј, значи. Во Комората членуваат сите извршители на земјата, во земјата. Во моментот сме 99 извршители на цела територија на Република Македонија. Поделени сме во 12 извршителски подрачја. Само Скопје и Тетово сме сами градови. Во сите останати подрачја имаме по 2 или повеќе судови во едно подрачје. Почнавме со 65 извршителски места, сега сме 132 извршителски места, но не се сите пополнети, само е во Скопје и во Штип пополнет бројот. Што можам да кажам? Значи, Комората обавува повеќе функции. Основната функција е да се грижи за состојбите во сферата на извршувањето. Значи, се грижи за унапредување и подобрување на законската регулатива. Понатаму имаме контролна функција, се грижиме за уредноста и дисциплината на извршителите. Понатаму спроведуваме функција на контактирање со јавноста. Постојано одговараме на представки и поплаки од граѓаните кои што доаѓаат во Комората. И некои не толку важни да речеме за вас, како што се да кажеме меѓународните контакти на Комората, односи особено со соседните комори, заради исто така истата цел и унапредување на извршувањето. Тоа е отприлика евиденција на извршителите и така натаму. Велите, контактирате и со надвор, со останатите комори. Да. Зошто ви е потребно тоа? Дали е тоа некако размена на искуства, на кое ниво се таквите работи? Имате ли компаративни некои работи кои би биле интересни на гледачите? Како тоа се спроведува во другите земји? Да, можеме и за тоа да зборуваме, за некои интересни детали кои се налични од Македонија. Меѓународната соработка на Комората е важна, бидејќи како дојде оние 90-ти години и до промена на системите во Источна Европа, и практично сите источноевропски земји воведоа приватно извршување. Поради таа цел, ние имавме потреба да разменуваме податоци и информации со другите земји, како кај нив тоа се воведуваше. Со задоволство може да кажеме дека Македонија е, со сигурност може да се каже дека е лидер во извршувањето во однос на земјите од поранешна Југославија. Во која смисла? Во смисла што прва воведе приватно извршување. Добро. И искуствата кои што ние ги имаме сега покажуваат дека сме практично многу пред останатите земји од поранешна Југославија. Во која смисла? Во смисла на искуствата што ги имавме во воведување на извршувањето. Или во бројот на наплата? Не може да се споредиме со нив, они уште ги немаат податоците.
Знаете зошто? Затоа што кога се въведе еден приватен систем на извршување, он преди се беше базиран на стариот закон за извршна постапка од Стара Југославија и тоа беше основата и на другите земји кои што тоа го воведоа. Меѓутоа се покажа дека тоа е недоволно за да еден систем функционира нормално. Зошто? Затоа што е неопходно да се вмрежи извршителот со другите институции од општеството. Не знам, централен регистар, катастар, полиција и така натаму, судови и така натаму. Сето тоа е доста сложено. Бар еден заеднички ангажман и потфат на сите тие учесници во овој процес на присилно извршување, банките и така натаму. И затоа нашите искуства се многу позитивни и со задоволство може да кажам дека сме и често канети од страна на Србија, од страна на Црна Гора, Косово, во Хрватска за жал го нема тоа, меѓутоа сме канети за да им, да речам вака, им предаваме, да им пренесуваме наши искуства, како тоа се прави. Хрватска, која е членка на Европската Унија, она нема извршители ваков во својот систем значи, на наплата. колку што ми е мене познато, од Кавказ до Франција, само е Хрватска без приватно извршување, односно го има, па го укина. После, мислиш, не ми имаше една година. Не ми е познато. Не ви е познато. Не ми е познато. Добро, Зошто? интересно. Меѓутоа, без исклучок, сите источноевропски земји воведоа ваков извршителски систем како што ние имаме, кој што се базира на холандскиот модел, кој што е стар повеќе од 300 години. И сега, во некои земји, како што е Бугарија и Србија, они се задржаа на двоен колосек, каде што имаме приватно извршување истовремено со можноста да граѓаните побараат присилно извршување и во судот. Меѓутоа, тоа е еден обид, еден повака внимателен чекор во тие две земји, за да се види ако има некакви проблеми во приватното извршување, они го задржаа за секој случај судското извршување. Се покажа дека за Србија, не знам, во Бугарија 95% од извршувањето оди кај приватен извршител, од повеќе причини се разбира. Така да тоа е тоа. Иначе, ние не сме први ово што го правиме, не знам точно, мислам дека први се балтичките земји, Летонија, Естонија и Литванија, кои што ги воведоа овој европски или холандски систем на извршување. Кажете ми, во целата оваа структура на наплата на долгови, таа не се однесува само на граѓани, таа се однесува и на компании, на што све вие Сите. како извршители? Сите. Да ви кажем едноставно е, освен извршувањето на даноците, и од скоро на прекршоците и радиодифузната такса која што отпосле премина во надлежност на управата за јавни приходи, се друго се наплатува преку извршител. Значи имаме, да кажам, релативно упростен систем институционално, се што е за присилно извршување оди на извршител, та и царински прекршоци, та и не знам некакви управни акти кои што се поединечни и кои што гласат на парешна обврска, сето тоа оди на извршител и затоа е и тоа добро направено така, затоа што кога е на едно место спроведувањето, онда едноставно е контролата, едноставно и така натаму. Од тие причини тоа добро. Ние како комора се надеваме дека и во иднина ќе ја повратиме надлежноста која што имавме за извршувањето на прекршоците и на радиодифузната такса. Сметаме дека сме подобро обучени да го спроведуваме. Бевте сведок пред некој ден, имаше еден инцидент со еден господин во Прилеп, ми се чини, со управата за приходи, во незадоволство зашто му се наплатува некаков данок, легна на улици и така натаму. Седото укажува дека постои еден аспект во извршувањето, а тоа е аспектот, сакам да кажам, во тој процес на извршување постои еден аспект, а тоа е аспектот на должникот. Како должникот сето ова го гледа, се разбира дека извршувањето има, тоа е двострана работа, има и доверител и должник. Доверител сака да се наплати, должникот, да речем, не го гледа тоа така. И сега кога извршувањето го спредува кој што некој не е така добро обучен за таа работа, што очигледно било случај за овие колеги наши во Прилеп од управата, дојде до таква несакана ситуација да човекот ете реагира на несоодветно. Очигледно тука нема доволно разбирање за неговата позиција, за неговото, како да речем, А сакате да ми кажете дека вие го земате во предвид тој момент? Особено. Апсолутно. Ние постојано на тоа внимаваме, знаете. Напросто и заради тоа што тоа не е законска обврска, како не друго. Значи, начелото на заштита на должникот, на достоинството негово и на неговото семејство, и начелото да се оштети должникот што е можно помалку во процесот на наплата на парите, е наша основна начело. И е голема повреда на извршната постапка, на процесот и на службата извршителска, ако се открие дека некој извршител не е внимавал на таа работа. Значи, мора извршителот постојано да внимава и со едното око, значи, да гледа постапката да биде побрза и поефикасна, значи поише пари да се наплатат, при што истовремено да има помалце трошоци,
и да помалце се оштети должникот. Ајде да ве прашам вака. Ако сакате Кажете ми- по-конкретно вако случаи, Да, нема проблем. Ме интересира. Вие добивате налог од суд, така? Вие не. по судски налози работите или работите По или... судска одлука, а по по судско- налог од доверител. Значи, судот ги донесува одлуките, се и нотари, нали, последно време. Добро. И они кои ќе завршат постапката за судење, му даваат предметот на странка, што сака нек прави. После тоа странката доверителка бира извршител. Дали ќе избере одма или после 9 години или тоа е негова работа. Што е доверител во овој процес? Оној што ги чека парите, што ги бара парите. Тој што ги бара парите. Пример топликација, компа- пример. Така. Пример. Така. Нема врска, кој било банките, човек некој, физичко лице. Они ви доаѓаат Со пресудата. со пресудата. Ние читаме пресудата дали има на неја ознаки потврда на правосилност и неизвршност. Добро. Што тоа значи? Тоа значи дека судот успешно го пронашол должникот, оној што нешто треба да стори, да плати, да даде, да трпи така натаму, му дал фора да стори самиот 15 дена најчесто. И он тоа не го прави. И онда се става тој втор печат, што се вика печат на извршност. Добро. Затоа, многу пати, луѓето не е основано велат, ми дојде извршител, а ја без да знам, без да ми каже. Не кажува извршителот, кажува судот. Не може ние извршителите да одговараме дали судот некому врачил, не пресудава, или може погрешил па не му ја врачил. Често пати судот не врши достава. Прави македонска пошта достава. Може па поштарот погреши. И може да се случи да странкава должничка не знае за постапката судска. Можно е се десило. Тие што викаат извршител дојде не ми јави. А што ќе му јави тој? Па ние не сме од судот. Ме Кажете ми, разбирате? да. Пресудата во судот се носи. Ќе го објаснувате ова да. сигурно и со гледачи. Мене ме интересира и друга работа. Кажете ми, кога ќе добиете вие од доверителот, каков е вашиот однос со доверител? Доверителот ве бира вас Да. како извршител? Да. Вие извршител сте исто, така? Да. Добро. Значи, он бира дали кај Јанко, кај Петко, кај Станко. Апсолутно. Он ќе вика кај овој извршител сакам. Така е. Добро. Значи не е она како кај судот со нотарите каде што иде по рандом постапка и така Така е. натаму. Тоа е друго прашање колку е било добро и за нас така да биде. Ја лично мислам дека не е лоша таа идеја. Да и ние така добиваме предмети рандом. Не е тоа рандом, па порете. Сите еднакво добиваат. Меѓутоа не може да бираш кај кого, затоа рандом е. Така. Се тука има и малце, имав еден сега случај. Идам кон Да. нешто друго, сакам да ја разјаснам Да. целата процедура на постапката. Дали вие во тој момент подпишувате договор со таа компанија, со тој доверител и така Никако натаму? забрането не е тоа. Значи, он само ви вика добар ден, јас сум тој и тој, имам судска, извршете ме го. Две ствари мора да донесе. Пресудата Добро. и писмено барање за извршување. Тоа се две работи. Да. Кои се вашите облигации? Значи нема договор за некакви облигацијски односи помеѓу вас и и доверителот. Не. Добро. Што е вашата должност од како ќе го преземете предметот? Кога ќе дојде барањето за Законски, извршување, мислам. еве како е нормално. Да, Кога ќе дојде предметот, ние вршиме формално испитување на пресудата. Дали сум надлежен? Така? Добро. Може би јас сум надлежен за Скопскиот суд и да спредам одлуки на скопските нотари. Ако ми донесат од Битолски суд, ништо не сум надлежен, да речеме така. Понатаму испитувам пресудата, дали таја е очигледно евентуално неизвршлива. Дали постои некаков очигледен недостаток во пресудата, поради кој што таа пресуда не може да се спроведе. Дали може би постои очигледна грешка во броевите, кои што е видливо на прв поглед да се забележи. Некој пат не е возможно тоа веднаш да се забележи. Но ако може да забележи, дали ги има особено ознаките на извршност и неправосилност. Бидејќи, пример, ако е издршкаво прашање, не мора да е пресудата правосилна, тоа е исклучок. Према тоа, кога се носи пресудата во нашата канцеларија, мора квалификувано лице да ја разгледа и да види дали таа пресуда може да се извршува. Ако е сето во ред, онда се чита барањето. Дали сега пак барањето на доверителот одговара со тоа што го пишува во пресудата. Може би поради грешка да се бара 100 денари, а да е пресудено 50 денари. Не може више да барате него што ви е пресудено, а може помалку, бидејќи може би платил странка должникот доброволно нештото. Понатаму, ако е барањето напишано од адвокат, мора да видиме дали има приложено и полномошно адвокатот. На некој начин, вие имате едно дискреционо право, без оглед на судската одлука и на барањето на доверителот, да и сами донесете проценка и одлука дали такво барање за извршување е остварливо. Од аспект, значи како што ве разбрав, технички, така, практичен, Технички и правен аспект.
И правена. Практично после ќе се покаже. Добро. У тоа време кога прво го добивате премот, не знаете за А тоа. морален и етички, дали постои такво? Затоа што рековте, нели, се грижите за ситуации... Не го знаеме ние тоа во тоа време. Гледайте, добро. моралниот и етичкиот аспект. Зборувате за што се случува сега за должникот, што тоа ќе значи за должникот. Ја не го знам тоа во време кога добиам пресудата. Тоа го дознаам најрано дента кога ќе отидам дома кај должникот. Извинете. Еве конкретно ќе ви кажам. Значи, гледате, некој вади пресуда за некаков докод пред 20 години за топлификација, каде што гледате дека се работи камата за камата. Значи, не се работи некој дека не ги платил сметките, не се работи дека некој не си го извршил својата граѓанска должност, туку се работи за очигледно, еве ја ќе го кажам, не ги ставам збороите во ваше уста, очигледна правна манипулација за мобинг врз граѓаните. Не сте виновни, нити сте побарале такво нешто, нити сте донеле таква одлука. Јасно вие гледате дека некој должал 5 денари, на тоа му е наплатено 5000 денари после 20 години и вие сега тука доаѓате со вашиот законски, легитимен ценовник во кој ќе го ребнете уште барем толку. И сега ја ве прашувам, ова се законски изгледа, така? Ама предпоставам дека велите како комора, често пати сте изложени на јавување од граѓаните, незадоволство и така натаму и така натаму. Ја 2-3 емисии, само за тоа ми кажуваа граѓаните вакви примери. Што во вакви случаи? Еве, законски е. Ако дозволите, повеќе прашања поставите. Да почнеме од Да, првото. повелете. Кога го приеме предметот, наше право е да, и обврска, да цениме дали по тоа барање може да се постапи. Не може да се извршува што било, така. Мора да се исполнети законските претпоставки. Не би рекол дека станува збор за дискреционо право, бидејќи кога ние го одбиваме барањето извршување, должни сме да наведеме образложение. Ако е дискреционо овластување во прашање, како што е да кажеме овластувањето на полиција да издаде дозвола за оружје, полицијата не е должна да даде образложение зашто на Јанко му дава оружје, на Гордан не. Кај нас не. Ако јас го одбијам барањето за извршување, мора да образложам и на таа моја одлука заклучок за одбивање има право странкава доверителка, има право на жалба, приговор па жалба и така натаму. Зошто ние ова го правиме? Затоа што постапката на извршување, обично и порано во Југославија и тука кај нас, еви Србија тоа го задржа, Бугарија исто така не, имаше две фази на извршувањето. Фаза на дозволување на извршување и фаза на спроведување на извршување. Порано прво судот ќе донесе решение за да се дозволи извршувањето, да даде одговор на прашањето дали овој предмет треба да се спроведе присилно или не. Кога тоа ќе помине по правни лекови, почнуваат конкретните чекори на присилна наплата. Ние кога го донесоме законот 2005 пред тоа кога се правеше, се направи законот вака. Ќе ги трнеме правните лекови за да не се кочи постапката да се злоупотребуваат правните лекови. И ќе го дадеме извршувањето ке приватен извршител, пошто ќе биде позаинтересиран да ја тера работата и процесот извршен ќе тече побрзо, ќе биде поефикасен. И тоа точно е дека така почетно беше. Значи дозвола, фаза на дозволување, фаза на спроведување. После тоа во една прилика работната група од Министерството за правда појде во Холандија и во Литванија, таму го нема тоа. И вика зошто ви е тоа? Веднаш почнете со наплата. Во Министерството за правда тогаш се многу двоумеа во работната група дали е тоа добро, дали може да ќе биде опасно, и тоа беше една од големите дилеми. Дали треба така да се оди? Се одлучи така да се оди. Опасно предпоставувам заради социјалното незадоволство. Гледайте како. Имате вие во секаде во процесите имате два спротивставени процеса, две спротивставени тенденции. Тенденција на ефикасност и брзина и брза правда наспрам квалитет. Нема истовремено. Или имате брза правда или имате добар квалитет. Имаме многу јасен случај. Значи, апсолутно поддржувам и ова е фер, така, мене некој ми должи, не можам да му ги земам парите, не можам да го тепам. И вие сте алат кој треба да ми ја исполни правдата. Да. Дали сум фирма, дали сум поединец. Но, кога ќе почне, ние не збориме за тоа, фирма е во стечај и така натаму, па влегувате, земате затоа што им должи на фирми и така натаму. Или некој човек кој едноставно може да ги извршува своите граѓански обврски, да плаќа сметки, да плаќа тоа што му е задолжено, не знам, дошле судски трошоци, не ги плаќа, така? Судот ќе ве задолжи вас, ќе му ги наплатите, така? Ќе му блокирате сметка, ќе му земете имот. И сето тоа е легитимно. Ја овде многу конкретно зборам. Точно, значи, вие тоа што законски го објаснувате и тоа е потполно. Мене ми е потполно јасно уште кога ве поканим, дека вие ќе ми кажете дека работите по закон. Никој не вика дека не работите по закон.
Ние овдека ќе дебатираме само колку е, што е, и да му објасниме на гледачите. Но овдека збориме за една друга работа, господине Станковиќ. Се работи за наплата на долгови извадени од камата од 5 денари пред 20 години. Вие не можете да ми кажете, мене не може никој да ме убеди, не, вие сега не ме сваќајте лично, збориме како институција и така натаму, дека е тука некаква во прашање правда затоа што е тоа закон и законот мора да се спроведе. Ова нигде го нема. Ја ви гарантирам, ја спремам сите овие случаи да ги пратам не во Страсбург, туку до сите комори во светот со барање на компаративно дали ваква политика се спроведува некаде во било која земја. Значи, дали може една компанија самоволие, бидејќи, ја не ве обвинувам вас, ама вие сте алатка во нивните раце. Знаете, многу работи биле покриени со закон, па дури и прогонот на евреите во нацистичка Германија било потполно законски, со сите законски норми, ама ги обесија сите кои на крај видоа дека тоа не е во ред. Ја тоа зборам, затоа изборам дека има некои работи. Овдека ние збориме конкретно. Ја потполно ве разбирам и ќе ви давам потполно простор колку сакате да ги објасните законите. Дека така се работи, затоа што во огромен дел вие мора така постапувате, не постапувате, не е секој ваш предмет наплата на некој ситен долг. Но од нова година навамо некој од овие компании кои наплатуваат долгови, да не ги спомнуваме по име, вам ви е многу јасно, извадија камата на камати на камати. Не збориме долг. Значи, господине... Ама јас тоа подобро го знам од вас. Добро. Ја ќе го раскажам тоа уште подобро. Зашто онда се спроведува? Ќе ви кажам све. Напротив. Зашто вие као комори и речете, неќам ја да пукам во луѓе, полицаец има дискреционо право да ако добие наредба да пука во маса, нема да пука во маса. И ние тоа го правиме. Значи, што се случи? 2006, односно 5 кој е донесен законот, требаше кога ќе почне да се примени од 2006 јуни, до таа нова година предметите од судот дојдат на приватен извршител. Не знам тачно од која причина тоа се одложи еднашка по уште еднашка и цело време се одлагаше се до не оваа година, претходната, кога рекоа дефинитивно предметите за извршување од суд ќе идат на извршител. Добро. Во не знам колку беше од цела Македонија, во Скопје беа негде околу 500.000 предмети. 500.000 предмети, кои што се тие по 15, 20, 25 години седени. И 100.000 беа, не знам тачно, грубо се зборуваме, 100.000 беа за дозволување, значи уште не беа дозволени, тие на нотарот идоа, а еден дел дојдоа кај нас. Ова што велите од нова година наамо, всушност не од оваја, него од претходната нова година. Во повеќе бранови имаше такви големи напливи на еднаш по 10, по 15, 20 предмети. Од овие компании сега не е важно ги збориме. Во прашање се дефинитивно комуналните компании. Е така. Комуналните се во најголема мера со овие огромни периоди. Не збориме оваа фабрика должела на оваа фабрика, па неќе да ја плати, па вие си доаѓате и тука дури ве поддржуваме да бидете строги и ефикасни. Од тие предмети што дојдоа кај нас, некаде не знам точно, околу 90% се на една комунална компанија, не е скопска, него македонска. И како дошло до тоа, и сега не е ни важно, дошло тие предмети. Што се случуваше? Ние кога ги добивме тие предмети, особено после воведувањето на трансакцијските сметки, кои што се воведува сега кога беше пред 4-5 години, се појави првиот посериозен проблем кој што масовно се јавуваше во предметите, а тоа е проблемот со блокирање на сметката на некој човек, кој што не може да прими плата во готово, мора да прими на сметка. Од друга страна, друга некоја одредба во законот вели човекот има право да преживее тој месец со 2/3 од својата плата, а 1/3 да му оди за долгови, а по исклучок половина да му се одзима ако е за издршка на дете и така натаму, не е важно. И сега ние што направивме, видовме дека луѓето стварно тоа е лудост, затоа што човекот му зимаш комплетно 100% плата му зимаш. И тоа замислите некој. А тој треба да преживее, па да ти го доплати целиот долг. Особено што е интересно, ако има некој 1500 евра плата, па му земеш 500 евра со илјадарка ќе преживее, а некој што има 2-13.000 плата, при таа третина која ќе му земеш за никаде. Што направивме ние тогаш? Ние покренавме иницијатива со Министерство за правда да ги натераме банките преку нивниот закон за платен промет. Да кога ќе пристигне блокада од извршител или од управа за приходи или од истражен судија, бидејќи тие се тројца блокатори на сметки, да банката внимава како се храни трансакционата сметка,
па да разликува дали станува збор за разлика на прилив од плата или станува збор за разлика од прилив од субвенции за тутунот или продал некоја нива па наследство, некој нешто или продал и така натаму друга основа. Меѓутоа, за жал, ние не успеавме да најдеме заеднички јазик со банките како носителки на платниот промет и немаше друго решение освен да се обидеме ние самите да го измениме извршниот закон и тоа го сторивме на следниот начин. Направивме одредба која што кога ќе извршителот ќе дојде пара од некој човек, 15 дена ќе ја чува, за човекот да има време да дојде и да се пожали да рече мене ми е тоа плата, да донесе доказки извршителот и ние во таков случај 2/3 од парите му ги вратиме. Тој законски текст се Да му ги изготви вратите. 2/3 од пари да му вратиме, затоа што му е плата. Добро. Таков законски текст се изготви. Не знам точно, да речеме веќе 2 години стои во собрание, чека за изгласување. Кога ние во комората видовме дека се затна работата во собранието, сега тоа се големи политики, да не навлегуваме во тоа зашто тоа не се изгласа. Слободно шпекулирайте Не, сакам си. да ви кажам, Ја ви давам не, апсолутно простор. не би рекол дека е резултат на некаква политичка борба. Напросто е за мене нејасни причини, тоа дојде до таму и застана. Владата го одобри тоа и владата е предлагач на таа измена во законот. Било како било, застана таа измена во законот во собрание, ние што направивме? На наше собрание интерно во Коморава се договоривме да ја применуваме таа одредба како можем да е закон, а не е закон. И ние од тогаш веќе има 2 години постојано, штом ќе добиеме прв пат пари од некој човек, мораме да ги чуваме 15 дена парите, за да му овозможиме на човекот да има време да дојде да каже застанете, тоа мене не ми е зашто да, него ми е тоа плата редовна, не можете од платата да ми зимате 100% од парите. И во голема мера се тоа прашање реши. Друго е прашање што во оваа постапка сега што ви ја раскажав, доаѓа до едно големо малтретирање на луѓето. Ќе ви го раскажам какво е тоа малтретирање. Кога јас ќе побарам за вас да кажеме за вашиот матичен број. Добро. Мене КИПС ми дава сите сметки што ги имате вие. Не ми кажува КИПС, клинички интербанкарски систем. Добро. Тамо се сите како централна и тоа база на податоци. Од мојот матичен број, се што имам сметки. Сите сметки во сите банки. Дури и штедна книжка. Па и штедната книжка е врзана со некоја трансакциона сметка. Добро. Каде што не знам дали имате девизи или денари, нити знам на која сметка колку пари има. Може на 10 сметки да имате 0, а на една да има. Разбира. Извршителот без да знае било која сметка ќе пушти налог. Пример, у комерцијална банка. Вие, пример, имате пари у Стопанска. Идете на машина, нема пари. Идете у банка, Стопанска, пари ве кај се. Таа ви вели, не знам, ве блокираше Стопанска. Бидејќи како работи нивниот платен промет. Кога ќе стигне налогот од извршителот во банка, банкарскиот службеник прво иде управна служба да го дозволи, па после тоа го дава на онај човек што работи на компјутер и он го спроведува налогот. Ама ако нема пари, преку КИПС се врши блокада на сите сметки. И сега во Стопанска банка ќе се покаже дека за вас, Јанко, има блокада од комерцијална банка. Вие сега втор пат морате у комерцијална дојдете, логично. Идете у комерцијална, таа ќе ви рече точно дека сте блокирани, ама ја не знам од кого, некој извршител иди у централа. Трет пат ќе идете у централа. Во централа ќе ви речат кај Гордан оди. Четврти пат ќе одите кај Гордан, ама може да промашите приемно време, jer ја немам секој ден 10 сата приемно време, и имам некој период во денот кога јас ги работам актите. Петти пат ќе дојдете во приемно време. И прв пат тоа ќе запознаеме. Ама вие пошто можеби не знаете оваа работа, нема со себе да носите М1/М2 дека сте вработен тука. Шести пат ќе треба да дојдете за да ми донесете и после тоа нормално луѓе се јавуваат кај вас со телевизија и се нервираат. Кој е виновен за ова? Ние не сме. Ние се обидовме да го решиме. Уште пред 3 години. Практично после неколку месеца како дојде трансакционите сметки. Веднаш се покажа дека постојањето на трансакционите сметки, иако внесе ред во прометот, некако створи конфликт, една нус појава створи со нашиот закон. И ние се обидуваме, ете, сега за сега така го решаваме. Го чекаме овој да влезе законски текст во собрание и се надеваме дека некој пат ќе се обидеме да се убедиме со банките дека не е добро ова што го прават. Како го прават во Холандија, нели холандскиот систем го имаме? Не е проблемот, ние го препишаме холандскиот закон, да речеме. Ама законот за платен промет е другиот. Друго е. Целото општество треба да се адаптира кон ваков систем. Тука не е проблемот кај извршителите, разбирате. Има еден друг проблем. Ако вие имате пари, да кажеме, во комерцијална банка, а се ве блокирал во Стопанска, парите, рековме, стојат блокирани. Зошто банката кај која што се парите не ги пушти автоматски по службена должност кон банката блокаторка да профункционира системот, да се намириме и готова работа? Не. Банката кај која што стојат парите го штити сопствениот клиент така што вели: јас не може да му е на човекот Јанко оптоварам неговата сметка и да му дадам парите на извршителот, освен Јанко ако не даде налог за таа работа. Во ред.
Тоа може би има нека логика во смисла на банкарска тајна, зашто не, али нема На смисла. крајот на краиштата некои имаат и кредитни картички. Тоа значи и од кредитот да му земеш па да Не, од плаќаш. кредитот не може. Само од позитивно салдо може. Добро. И сега целата таа работа доста е вака да речем, по мене се кочи, практично не се спроведува, се долгува. Имаме и обратна ситуација, сега ќе ви кажам, пошто ви го раскажав ово со овие 15 дена. Так. И сега вие ќе донесете М1 кроз М2 дека сте вработени. Имам обратна сега ситуација. Не така честа во ред, меѓутоа ипак и не е многу ретка. Доаѓа до веритот и вели вака. Јас сум вели не знам од кавадарци, се измислам, не знам дали има таму субвенција за грозје. Сега кај идеја ќе почне да дава владата субвенции, они повремено ги дава секој месец. Не знам кога е сезона веројатно, откуп, како иде тоа не знам. И вели, мојот должник сега чека 2000 евра од грозјето. Земи му ги. Јас велам не може да му ги земам, тој е вработен, бидејќи е вработен, сметката мора да му е слободна и парите слободно му одат. Тоа ли идејата на системот? Се разбира дека не? Ама ети тоа се случува. Само заради овој проблем со платниот промет и со овие сметки. Тоа е на еден дел од вашето прашање, Добро, колку ние внимаваме на должниците. Предпоставувам, ако општеството не е прилагодено, како е прилагодено во другите? Компаративно, сигурно вие ги имате овие податоци, ако не е ваша Немам од должност. се, гледайте, немам од се. Како во оди поглед, таму? да ви кажам, во поглед Знам на... дека во Западна Европа е многу строго. Нема простување која ќе ти стигне од извршител, ни секунда, ни разбирање, ни толеранција. Колку мене ми е познато. Не сум сигурен дека е така. Социјалната држава и тамо функционира. Конкретно за Италија, да кажеме, знам, дека пристапот до податоците оди многу полошо него во Македонија. Значи, прашањето за провидност на Заштита имотот, на- не, провидност на имотот, Провидност. transparency of assets, што го викаат они, Добро. е прашање кој е се многу модерно помеѓу извршителите во Европа и трендот е да се зголеми таа провидност на имотот на должникот. Сега се разбира тука доаѓа во конфликт со оној закон за заштита на лични податоци. Тука е една За опасност. разлика од американскиот систем кај што све буквално се знае. Не, тој воопшто не е сличен на нашиот. Да, Таму да, е извршител апсолутно. шериф од полиција. Так. Така не е слично. И сега во Италија да речеме, ако сакате да прибавите состојба на сметка на човек, мора за тоа да ви даде дозвола судот. Кај нас да речеме судот воопшто не учествува во таа работа. А од друга страна, во некои земји извршителот влегува дома без дозвола, нормално, во домот на должникот, во Македонија мораме да добиеме дозвола од председателот на судот ако сакаме во нечив дом стан да влеземе. Пример. Кога ќе речете да влезете во нечив стан, Заради попис на пленитба на намештај која правим. извинете, без никакво прашање, јас сум сведок, личен, мајка ми на самртна постела, месец дена пред да почине, веќе беше во тежок стадиум, и влегувам кај незу соба и наоѓам извршител кој прави попис. Морало да има дозвола председателот на судот. Ако немало, имате право на приговор. Кој приговор, господине, кој ќе видите една таква ситуација каде што живот гледайте, ви да се кажам нешто. темни. Да кажам нешто. Викам, Тоа со пописот- што човек може да биде кога гледа жена, полусвесна жена влегува и Ево ќе ви кажам, на ќе ви сама кажам беше. за еден ваков случај. Влегувам кај една жена која што ми отвара врата и се движи со она постолје метално на кое што виси инфузија. Да. Со опадната коса. Знаеме сите што значи болен со опадната Јасно. коса. Се јавна доверител, викам господине. У тешка ситуација жена. Ајде нек се посмири малце, улеген цело време, да одиме друг пат. Не. Ако излезеш, ќе добиеш пријава. Ние го Како спроведуваме. да добивате пријава? Па ја не смеам да напуштам извршување. Ќе добием одма дисциплинска пријава Од кога? од доверителот и ќе бидам казнет. Каде каде се испраќа таа пријава? У комора на извршители. У комора на извршители. И комора на извршители се казнувате меѓу себе ако не сте му го направиле кефот на Па се доверителот. кефот, не ви рекол дека е кефот Добро, прашање. барањето. Да речем барањето, да. Да, јас се извинувам малце, мојот вокабулар е малку поприземен. Не користам толку Гледајте, тешки термини. дисциплинската контрола што имаме ние, таа уопште не е шала. Зашто? 5 души е, ама тројца се вон не се извршители, вон комората се. Двајца се суди, беа тројца. Сега се двајца суди и еден е човек вработен во правда. Порано беа па тројца суди. Секако секој пат беа 3-2. Сакате да ми кажете дека ако извршител не постапува коректно, дека Го предашат у комора одма. И не само тоа, ќе ви кажам едни фрапантни бројки, дека сме ние неспоредливо најказнувана служба во вселената. а што значи тоа? Дека не Ја, работат добро. Ќе ви кажам, па сега сами ќе коментираме и тоа. Меѓутоа гледайте вака. Ние имаме во Македонија да речеме 800 и нешто суди
годишно се казнувани по 5-6. Имаме, ако не се лажам сега бројките, не ми ги земете точно за збор, За полиција, за војска и така за натаму. полиција едно 5-60 годишно ги казнуваат на десетина илјади припадници на МВР. Бројките се горе-долу такви и за царината, и сега се споредам со нив како слични служби, иако секоја се различна, се разбира. Кај нас се казнуваме од 30 до 50 души годишно на бројка од 100. Практично секој втори казнат. Тоа е толку жестока контрола, да е тоа просто несватливо. И ние не знам до каде ќе одиме на овој начин, напросто ние за кратко време ќе станеме извршители. Толку е строга контролата и толку е вклешен извршителот помеѓу два огна, помеѓу должникот и доверителот, да тоа некој што не работи извршител не може да го свати. Вие гледате цело време едната страна. Зашто ја гледате цело време едната? Затоа што едно комунално предпријатие е еден субјект, а он закачува 20.000 луѓе. Се разбира дека јавноста повеќе е анимирана од должниците. Доверителите се помалку по број пред се. Второ, банките се големи доверители. Која е таа банка која што ќе иде ќе збори муабет во друштво, дека не ви должат пари. Сепак тоа не е приватен, како да речем, не е на еден човек. Така. И тие доверители не им е загрозена екзистенцијата, животна, нели? Сега дозволите да довршам што... за она што ми го рековте, која ќе добиете овие со 20 години камата, преска што спомнавте. Да, а за разлика од овие каде што збориме и за социјални случаеви кои застанете добиваат, малку. За тие каматите. такви камати. Прво, социјалните случаи не ги спомињете, затоа што он има заштита во законот за социјален статус има. Добро, еве ќе отвориме телефон, Има. ќе слушнеме. Па добро, ќе чуеме, не е спорно, али дефинитивно има таква работа. Секако. Сакам друго да кажам. Кога почна доаѓаат овие судски се тие предмети, тие 500.000 што беа. Да. Тоа се тие предмети со огромни камати по 15-20 години што беа. Тамо негде 92-та, 3-та, 4-та година беше по 400-500 на 100 годишно законската затезна камата. Сега е таа 15-16% е многу пониска, не е толку страшно. Меѓутоа, ако имате вие 20 години стар долг, тој од 1000 денари се направено 15.000 денари, каматата само. Ние неавме излез од таа ситуација. Ние гледавме дека е тоа така, што беше најтрагично и најстрашно и најтажно, е што кој ќе му реше да некој човек има сметка неплатено за не знам што пред 10 години, вика, абе ја платив, ама кој чува сметка 10 години? Така е. Бидејќи, секој добар домаќин, што прави? Ако имате застаревање на еден долг од една година, а овие месечниве, што доспеваат долгови месечно, застареваат за една година. Ако вие платите сметката оваа сега за струја од мај месец, Добро. логично е да ја чувате ајде до година до мај, па плюс уште една година, пример. Ако евентуално ве тужи дистрибуција, па вие не ја добиете тужбата веднаш. Каква логика има да чувате сметката 14 години, така? Никак. Апсолутно. Нема се врска. согласувам. Тоа врска нема со ништо. А па поготово кога имате дека све е платено. Значи, не знам како да Не, ви кажам, не еве се вака однесува. случај. Иде човек вака, вели вака на шалтер. Колку дужан? Вика 47.300. Добро. После ја 2 месеца идам, узимам 300 динара дај. Абе како вики ми покажува, пред 2 месеца бил на шалтер и на каса прими дал 40. Кој човек би платил не знам колку 40.000, не би платил 300 динара. Сега можно е, ама не е баш реално. Апсолутно, токму сега- сакав да го кажам. Значи не се однесува Еве на вас. вие што направивме. Ова се однесува воопшто во система. Значи идам, барам сметки 15 години наназад. Значи со нервоза и така натаму водовод ги извадија. Све чисто, расчистувам. После 6 месеци испаѓа долг од истиот период, некои си 200-300 дена. Од каде ги вад? Како смеете да ги вадите кога имам документ дека се сум платил? Што да ви кажам? Еве што да ви кажам. И сега И сега викам, ако не го платам, тоа ќе стигне кај вас и вие Да. ќе ми го наплаќате. Да бе. И многу луѓе рекна што да правам? Плати па после тужи. Што да правам? И сега што направивме? Пошто проблемот прво кај нас се појави на површината, ние веднаш реагиравме. Како? А вие сте истурени, затоа што Ние први го простите, чувствуваме тоа. Прво, вие ќе го јадете како јавен гнев, како буквално вие многу добро чувствувате како реагира народот и колку се зголемува тоа незадоволство. Нели? Сега вие сте пратен од некоја фирма и он не иде со фирмата да се расправа, со вас се расправа. Да, гледайте, како јас знам дека човекот зборува вистината? Просто статистички. Стотици луѓе се опрашање, ова не го зборат сите. Некој го вика, некој не, некој вика стварно дужен. Така е. Еден дел вика дека платил. Така е. Сега проблемот е што тој дел, ајде да се 10 души годишно, добро. Него Океј. се 10 души неделно.
Јасно. Релативно е висок тој број. Сега ја не ја знам статистиката процентуално кој колку, али не би требало толку многу луѓе да викаат не примив достава, не знам што ме тужеле, појма немам. На што се жалат највише кај вас? Највише се жалат нова на доставата, што вика дека не знае, дека е воопшто имало постапка против него, а ќе кажеме и зашто е тоа така. И ова дел што викаат дека викаат ја платив, ама сум не ја чуна сметката, или вика можда не сум платил, поема неа пред 10 години, стварно. Ја не знам вчера што сум ручала, не пред 10 години, дали? Добро вечер, колега. И сега што правиме ние тука? Гледаме дека ова работа е не ја бидува, дека ќе дојде до едно неправедно, правно исправно, ама неправеден резултат. Нели го зборевме? Да. Така. И сега, како ние смислиме една Правно идеја? исправно, ама не е праведно. И Хитлер така на власт. Не е проблем тоа. Што направи? Се договоривме вака, да кажам, во една работна група, имаше сега и уште активна таа за измена на закон за оболициони односи, во кој што имаме поддршка од факултет, да направиме една ваква измена на закон за оболициони односи. Од кого имате поддршка, извинете? И од правен факултет. И од правен факултет. Добро? Они вака викаме ми и они. Идејата е таа сега. Да направиме одредба со која што привремено ќе укинеме засметување на камати за овие предмети. Само основицата. Да му тече камата на должникот од денот кога е даден на извршител, а не за она време додека седел у суд 14 години. Зошто? Ако вас, пример Водовод, ви пуштил тужба во суд пред 14 години, појдете вие судскиот спис, побарајте го во судот. Имате право увид у списи, секој пат може во тоа. Добро. Погледнете ги колку пати имате во списот вратени доставници. Пошто кога се врши достава службена, има едно се кине назад и курирот или поштарот вика се иселил, не прима, умрел, не знам што, пише нешто. И тоа стои у списот. Кај мене у канцеларија, било кој преме да отворите, има доказ дали е вршена достава. Ако е уредна, има подпис од човекот. Јасно. А може па да е неуредна. Некој пат па не може да најдам адресата, пример. И не знам што. Разбира. Не може да се случи да ја имам предмет против вас, пример, стар 14 години и да у списот нема ни една единствена доставница. Тоа не значи дека вие сте избегале од вашата адреса, по МВР не сте пријавили нова адреса. Него не сум ни одел да ви носам, затоа не знаете. Сега, зашто не е носено? Да не збориме тука, тоа е друга работа. Викнете ги од суд, они нека ви кажат. Било како било, не знаат луѓе. И сега ја што викам? Дајте да се обидеме, да го смениме облигациониот закон во една преодна одредба, која што нема за секој пат да важи, само за овие случаи да важи, да не им се засметува на луѓето камата. Меѓутоа има еден проблем со промена на тој закон. Тој е двотретински закон. И онда тешко се менјаваат тие закони. А сега немаме опозиција за... Сега не знам тоа како може да помине. Така. Одделно е прашање, бидејќи гледате што е проблем. Во тие 500.000 предмети што ги рековме, кај што е проблем со оваа камата. Еден мал процент има и реални предмети. Не се сите. Никој не се собнева. Да. Дека има реално. И сега, како тие 1-2% или 3% Да ги изфилтрираш. Машала Комерс против Машала Компани? Да ги филтрираш. Он ќе рече, ја некој да праштам бе камата. Ја 5 години го бркам, тој ми бега. Има и такви. И јако доминираат, рековме, овие се знае кој. Тука збор да нема 90% се такви. Ако таква работа успее да се измени законот, ќе биде, мислам, па гледате, они практично тоа и го правеа. Евана рече, кој ми плати, ќе му опростам пола камата, на што праве некои такви реци. Они и се спремни, и доверителите се спремни на тоа. Така. Они го правеа тоа. Ама ете за тие што не платија, сега кај нас целосно ги дадат. И сега ќе дојде човек, што да ви кажам, невработен, со волку деца, со толку деца, што да пратам. И знаете како го решаваме тоа? Го решаваме така што му дозволуваме на должникот на ратички да плаќа. Тоа не е некое добро решение. Зашто? Затоа што цело време тече каматата додека тече извршниот процес. Вие му засметувате. Не ми му тече, така е пресудено. Вели со законска казнена камата до исплатата. Ако вие влечкате исплатата 2 години тече камата. Така да не е тоа некое добро и вие решение. морате да ја Морам. да ја запишувате. Дури имам и камата. редослед по кој што се намирува каматата. Значи, ако вие должите 1000 денари главница и 500 денари камата и 200 денари трошоци, а платите само 50 денара. Прво 50 ќе се одбиваат од трошоците, па од каматата, па од главницата. И се геме ваква ситуација. Тоа е со банките почесто. Должи некој човек 300.000 денари, земал како си потрошачки кредит од некоја свадба, пиче не знам што било, не може да ги врати.
На 300.000 денари годишно му тече 15% камата, тој е 45.000 денари годишно камата. 4.500 отприлика грубо искача месечно. Он вика, ја имам пари, ја дам 2.000. Па добро, плакајте 2.000 му велам. Меѓутоа, тие 2.000 ги фрлат у Вардар. Бидејќи само месечно камата ви е 4.500. Шо да прече? А поштен сака да враќа. Не бе, вика, ја да враќа. Па кој ќе поише ќе дам. Како ние тука да помогнеме? Бидејќи гледате како. Го споменавме пописот дома. Пописот дома е повеќе скандалозна една циркузијада што се прави така натаму, али тоа не е средство кое што носи пари. Прво тоа е изразито ретко средство. Тоа може да е добро кога ќе влезете во некои компании као бивши телевизии кои дужеа под 80 милиони евра, па собирате опрема, разбирливо е тоа, или за некој осуден криминалец кој тежи десетици милиони да му се заплени имотот. Нас професорот не викаше. Човекот не, зошто? Па во Соединетите држави криминалецот кога е осуден и кога му се блокираат, му се зема парите, му се зема имотот, чиме нелегално стекна. Кај нас дури сега ние почнавме тоа, но ова е веќе нели. Тоа е нешто подруго. Да, гледате, нас професорот вака ни каже, колеги, прво ќе земете пијаното, сребрен есајк, уметнички слики през јанери. Луксузот. Нема врска, никад не сум видел тоа. Никад. Кај Па нас тој што има такви така, не бе, тој што има враќа. Тој не иде ке извршител. Јасно. Од друга страна, во законот има предмети што се земени од извршување, кои што служат за елементарно преживување на должникот и неговото семејство. Еве пример некој ќе споменам. Фрижидер, шпорет, садови, обувки, облека, храна за добиток за 3 месеца, работен и расплоден добиток ако е земјоделец, книги ако обавуваш некаква професионална, не знам, новинар, писател, така натаму, ортопедски помагала, штаки, не знам, вештачки раценост, така натаму, семеен прстен, семени фотографии, семени писма или тестаменти, и некои други предмети, се у принцип изземени од извршување. Тие не е ни страшно многу, затоа што тие предмети немаат некоја особена вредност. Према тоа на што се сведуваме кога влегуваме дома? Зимаме тросет, двосет, зимаме микропечка, клима, телевизор. Колку се тоа ќе вреди? Башка знаете како? Наш народ После кога ќе што види, правите тоа, на аукција го проценува овој што е проценител, го даваме на јавно надавање. Го преценува на. И сега што се случува? Овој ќе го процени нормално. Пример ќе ви кажам како. Ако е да речеме сега нормална цена за телевизор ваков тенок 500 евра, на старо да речеме вреди 300 евра. Никој од нас човек не ти дава над 100 евра. Он сака без цења да купи. Чека втора продажба да падне цената. Јасно. Што се случува на крај? На крај парата што е добиена од продажбата коштала колку што коштало проценителот, огласот, магазинот, извршителот, полицијата, камионот, носачите, ДДВ-то, се тоа пари. И на крај танта за танта, ба диела смо да дома. И затоа ние не одиме дома, а бакшиш му е на должникот нервозата. Веќе знаете како, тоа е, сега не знам колку било кај вас тоа така неугодно, меѓутоа, ние тропаме на врата. Отвара човекот и јас му го дам, му го покажам ова од судот. Сами идете или со полициска? Со полиција. Му го покажам тоа од судот, му дам заклучок за попис. И он вика, ама чекај да видам, нема што да гледаш. Готово е. Влагаме внатре. 20 до 30 полицајци минимум, 4 носача, проценителот со негов помошник некој пат, јас сум мојот помошник. Тоа е гунгула. Полицијата ја плаќате? Полицијата кошта 6 евра од полицајец од час плюс ДДВ. Добро. Значи, ако има тројца полицајци, 18 евра е часот, 6 часа ќе дојде 150 евра, плюс користење на полициска опрема и нивното тоа комбито, 1 евро од километар. Така да, сето тоа кошта и на крај се сведува практично на притисок према должникот. И затоа јас го избегнувам ова средство и не препорачувам никој пат на странки да го правиме, затоа што, освен што ќе му створиме нервоза на должникот, тоа пари не носи. Сега видите у некоја телевизија не дошlo. Гледайте, кај правните лица може нешто да се најде. Меѓутоа, оние фирми кај што имаат добра роба, таа скоро обавезно е веќе заложена во банка, бидејќи тој пред да пропадне поштено, тој се бори, се обидува должникот, фирмата должничка, оди у банка, зема каков таков кредит. Јас сум начекал стока која што не е заложена, не велам не, меѓутоа тоа е релативно редок И кој случај. ќе видите 10 доверители чекаат, кој попрво да го Нема да го врска и онда додека да кога е правно лице во прашање, додека да вие терате извршната постапка, они веќе трнале во стечај, а штом се отвори стечај, извршителот кинува моментално и онда иде намирување во стечајна постапка. Така да пописот не е некое средство кое што дава резултат. Највише дава резултат
Ова што е блокирање на сметка, блокирање на плата, така. Малце по малце, ама па и долговите се најчесто мали. Ке одиме со кратка пауза, продолжуваме веднаш потоа со разговорот. Почитувани гледачи, продолжуваме разговорот во студиото со председателот на Комората на извршители, господинот Гордан Станковиќ. Господин Станковиќ, кажете ми, исто така има доста незадоволство што се нејаснотиите кај широката јавност во врска со наградата за извршителите. Некои велат дека за некој многу минимален долг извршителите им земаат суми кои се неколкократно поголеми од што е основниот долг. Дали ова точно и како е уствари законски исправно? Точно е дека за долг од 1000 денари вие може да платите 10.000. Точно е дека ги земал тие пари извршителот, ама не ги земал за себе. Сега точно е па дека луѓето може би не се должни да знаат се, па и ова да го знаат дека кога ќе ти ги земе парите извршителот, всушност не ги земал за него. Еве како оди тоа. Да кажеме вака од еден конкретен пример. Ако е долгот 2 до 3000 денари, релативно чест износ на долгување, тој многу често содржи барем 3 до 4 години камата, бидејќи од прилика се отужуваат овие сметки при крајот на застареноста после една година, значи. Обично трае судската постапка една година. Обично 5 до 6 месеци после пресудување доверителите ги молат должниците да платат доброволно. Сега дел од нив не ги не наоѓаат, дел неќат, дел не може да платат, не е важно. И конечно се иден извршител. Така да обично некаде, да кажеме обично 3 до 4 години често пати проаѓа пред да дојде извршител. Да ги тренеме на страна ние 20 годишни екстремни случаеви, најчестите се вака по 3-4 години. Тоа значи дека сумата од 3000 денари или 2000 почетно ќе биде зголемена за 50-60 до 70%, сега зависи кој период, која камата. До 2012 камата да беше 19,5%, од 1 февруари 2012 навамо е 15,5-16 така. Значи на почетните 2000 денари, да речеме кои што беа, ќе добиете 1000 денари камата. Судската постапка има трошок минимум 600 денари за судска такса за вакви мали предмети, а често пати во себе содржи и трошок за адвокатот кој што го ангажирала фирмата доверителка. Адвокатот во таа постапка ќе има право да наплати, од тоа му се на него досудени трошоци, обично 2 до 3000 денари. После тоа фирмата доверител повторно ангажира адвокат за да го напише барањето за извршување. Зборуваме за комунални предмети кои што се најчесто вакви мали опрашања и па во скоро 100% случаеви комуналните предпријатија ангажираат адвокати, ова се е модерно аутсорсирање на правни служби, им ги даваат со стотици и јадници предмети на адвокатски фирми и они да ги водат постапките. Према тоа, кога ќе го напише барањето за извршување адвокатот, на кое што има право на состав почнувајќи од 1900 па до 3900 денари, зависно од вредноста, има право на трошкови за состав на барањето, овие 3900, има право на трошкови за состав на трошковникот, има право на трошкови за состав на полномошното. И тоа се заедно во минималните предмети никој пат не е под 3000 денари. Значи, на овие 3000 денари, додадете им ги оние првите кои што беа 600 денари судска такса и 1000 или 2000 за адвокатски трошкови, доваѓаат до 5 до 6000 денари. Без основицата на долгот. Не сме без основицата. Значи, јадар 2000 беа. Јадарка беше камата, 5000 за адвокатот и судот. Тоа се 8000 до сега. Сега почнуваат извршителските трошоци. Извршителот од ваков предмет од 2000 денари наплаќа 5 евра за цена за администрирање, тоа е како порано што беше такса за предлог за извршување, почетна такса, која што ја плаќа доверителот без оглед дали нешто ќе се случи во предметот. Мора да плати 5 евра. Тоа е за папка, формирање, не знам што. Понатаму, извршителот наплатува 20 евра налогот, состав на налогот за присилно извршување, и наплатува 7,5 евра ако успее да наплати награда. Ако не успее, тие 7,5 ником ништо. Значи, тоа се 32 евра, зголемени за ДДВ, негде ќе дојде до, да речеме, 37,8 евра, тоа е негде околу 2000 денари. Тоа е целата сума што вие ја земате? Минимална. По тоа не може да искочи. И ете ви ги 10.000. А се збориме за предмет од 2000 денари. Добро. А како се зголемува? Сега зашто некој пат тие 2000 се 10. Добро.
прво мора да ви кажам дека тоа е ретко. Тоа е ретко затоа што за да извршителот направи нови трошоци, он треба да го работи многу тој предмет. Ние по правило не ги работиме предметите многу дејсија во еден предмет, пошто секоја извршителска канцеларија работи на база на голем број на предмети со мал број на дејствија. Зашто? За да вие си го затворите предметот, да се ратисате од предметот, како да ви кажам, вие треба го наплатите. Ако многу дејсија превзимате, вие можеби ќе се приближите кон поголема наплата, али истовремено сте создале поголема маса на трошоци, сте оттежнале на должникот да ги врати парите. Према тоа не е секој пат продуктивно тоа, превзимање на многу дејствија. Исто така, превзимањето на дејствија по правило значи создавање на материјални трошоци. Она преска што спомнавме блокада на сметка. Ве разбирам. Таа е 500 денара кипс наплаќа, што ќе ви прочита у компјутер Так. на Јанкова сметката која е. 500 Значи, вие денари не зима. испараќате до секоја банка засебно барање На и едно така место. натаму. Тоа не едно место. Ние го праќавме правите. и така. Кога го направи кипс, отпосле го направи, рековме е добро, сега на едно Уште место полесно. поевтино. Добро. Тачно, али 500 денара не е малце за вакви предмети. Има и нешто друго. Ако имам стар предмет 2 години, не е лошо ја па да пуштам до кипс, данес сте отвориле вие нова сметка така натаму. Кој ќе го плати тоа? Сакам да речам, не секој извршител и не секој пат и не во секој предмет превзима до бескрај дејствија. Апсолутно не. Некој пат превзима. Најчест случај на зголемување на трошоци во маливе предмети. Пазите, не зборуваме за поголеми предмети. Пример предметот од 500.000 денари. Таму е на друг начин се однесува извршителот таму. За 500.000 можеби ќе ви бара кола дали имате и не знам што. За предметот 2.000 нема да барам кола дали имате. Затоа што нема да ви продам кола од 2-3-4.000 евра или не да Боже стан Бог да чува. Не доваѓа предвид. Доверителот може колку сака да предложува тоа. Блокираме го станот за иму. 40 квадрата ќе го купам јас ако треба. Не може за 2.000 денари да се продава стан. Законски е тоа или Не е законски. Законот вели ќе ги исцрпи сите други средства па ќе идеш на стан. Како да исцрпам сите други средства? Сум почнал извршување пред месец дена. Чекајте да видиме, можеби човекот вработен е, па ќе се вработи може, па може на ратички ќе плаќа. Значи внимаваме да смириме работата, да издржи должникот, не да го убиеме. Бидејќи ако ја продавам стан, ќе направам уште 1000 евра трошоци. Зашто за 2000 евра било почетно? Значи, има постапки кога многу се направило пари, затоа што должникот, например, пуштил 4 или 5 пати приговор. Имаме Приговорот до кого? до председателот на судот. Тоа кошта пари. Мене судот после ми вика дај ми одговор на приговор, тоа кошта пари. Дај ми копирање. Волка премет вика ископирај ми го. Значи, должникот промени адреса. Не се пријавува каде е, се губи трагата, морам да идам преку јавна објава во весник да го канам. Тоа весникот наплатува пари за тоа. Или да речеме се изрило земјата, морам да му определам привремен старател преку Центар социјални грижи, определуваме привремен старател. Привремен старател е секој пат адвокат. Тој доаѓа вика дај пари. Ја не можам да работам за тебе без пари, предмети твои да решавам, нели? Ти му даваш пари, создаваш трошоци. Така да, често пати должникот предизвикува трошоци. Не секој пат велам. И да се разбереме. Апсолутно има извршители кои што наплатиле више него што треба. Нема дилема за тоа. Него зборуваме како по правило се однесуваат колегите. Добро, како може да наплати? Нели е тоа законски, нели постои ценовник врз основа на што Ценовникот може? е сосема јасен. А не е јасен Сосема е јасен, велам, нема дилема околу тоа. така. И во тој случај ако некој се сомнева треба да го пријави, вие ќе го казните, претпоставувам. Како комора. Што може ако Не, он нема да го наплатува казнам пари? веднаш. Знаете, ја сум председател, знаете што правам? Се јавам ке извршителот Да му ги и- врати парите? Да, и го убедувам. Немој да ствараш проблеми, го поглед на преметот, не си во право. А некој пат, велам, нема врска, неоснована е представката. Така, некој пат луѓето, почто не знаат нашата тарифа каква е, па неосновани представки пуштаат. Се разбира дека има и така. Всушност има се. Меѓутоа, каде е основниот проблем? Основниот проблем е ово преска што ви го раскажав. Јас понесов и неколку премети, може да ги покажем ако сакате, живи премети анонимизирани, Дајте. да погледнете да видите каква е А ние структурата. можеме да ги објавиме режија телефоните и мислам дека е време да ги вклучиме и гледачи. Значи, еви некој предмет, еве. Добро? Вака поцрнато е да нема нели имења. Писајме слободно кој било. Јасно. И ќе погледнете колку има главници, колку има трошкови, ќе видите дека има Се големи. наложува тој износ 2000 денара сметано на платата, износ 551 денар. Ова Еве вака гледайте. Еве вака на пример. Овде позади е примерот. Еве примерот како е. Ова е направено како табелче да ви е појасно.
И погледнете ги, таму има на крај вкупно за наплата и за извршител колку има. Са различити се сите, ја неам. Значи, имаме од 1000, ова што го зборевте, имаме од 1900 денари, 92, тоа е вредноста по барување, и сега следуваат извршни трошоци, администрации, како доаѓаат до сума и се доаѓа до сума од 8.000 плюс за извршител 2.500, значи 10.000 денари за сума од... Ама не ги зел 10 извршител, он ги зел во прв момент, ама ги дава после тоа. Ги дава на доверителот, на овој на оној. Еве ги повеќе такви случаи имам извадено. Еве било кој земете, све се така. Колку сакаш има случаи. Све со табелчиња вака праени за да објасниме на луѓето. Го добиваат ова граѓаните во извршната постапка од вас? Они го добиваат, гледате како, добиваат, ама не се. Кога се изработува налогот за присилно извршување, задолжително има структура на трошоци. Можна и после тој налог да има нови трошоци. Така да он може да не ги знае, али ако побара ги добива. Значи, штом ќе контактирам со странката и ќе му дадам налог за присилно извршување, ако он до тој момент плати све, ќе има точна представа. Рековте преска дека ако вака продолжи, може и да снема извршители во Македонија. Се откажал некој од оваа професија до сега? Ја, колку што знам, нема такви. Има. Има? Значи, имаме вака. Имаме еден што се откажа, 4 души ни умреа и еден го избркавме ние. Од тие 4 што ни умреа, еден беше сообраќајка, другите умреа од мука, од болест. Од стрес? Од стрес. Еден стварно сообраќајка не врска. И еден избркавме, поради дисциплинска повреда. Така да, сосема е неатрактивна професија. Тоа го докажува случајот сега со Србија. Значи, во Србија се отвори извршување пред 2 години, сега прават они. Имаат четвртина пополнетиност. Впечатокот во јавноста е дека вие многу брзо, многу добро се... Не, неправилна е таа представа. Ајде да речеме, не збогатувате, ама добро заработувате. Некој заработува добро, така е. Не сите. Ние кога зборуваме за тарифата, ние треба зборуваме за тарифа која што ќе овозможи во Македонија континуирано и одржливо извршување на судските одлуки, спроведување на правниот поредок. Не можете вие да ја тарифата наша оценувате на база на заработувачката на 10 извршителя. Да, се слагам со вас. Во крајна линија нашите заработувачки се јавна работа. Отворете на сајтот на Управа за земјни приходи, имате. Ништо не е скришно тоа. Сакам да речам, дали некој од извршителите добро заработуваат? Апсолутно. Меѓутоа има едно друго прашање. Ние сега ги избиравме податоците за минатата 2013 година. Имаме 20 што се со негативно салдо и сопствени пари вложуваат за да не предизвика стечај. Што значи тоа негативно салдо? Дал плати, кири, све што треба, материјални трошоци, а не ги покрие. И должи уште 200.000 денари. А така, не може да ги покрие трошоци. Книговодствено е во негатива. Тоа е ситуација за стечај. И сега нема предпоставки за стечај, си дава сопствени пари, заем си дава сам на себе, за да покрие сметката и така натаму. По моје мислење, од овие 99 извршителя, некаде околу 43 извршителя, 44 така, живеат многу лошо или лошо. Половина. Другата половина живее добро. Јас не сум задоволен на таа ситуација, затоа што ќе се појават региони во Македонија во кои што извршителите многу тешко ќе обстојуваат и се појавува една друга работа што е многу важна да се знае. Извршителите, ние извршителите сме еднакво квалификувани сите има еднакво школо имаме, исти испит сме положиле, сите мораме да имаме 5 години стаж, не знам што и така натаму. И сега нас не стојат на располагање различни извршни средства. Попис на намештај, рековме, блокада на сметки и така натаму, продажба на акции, не знам и така натаму. Меѓутоа да речеме најсложена е продажба на недвижност. Таа и во законот е најрашлената. Ние имаме извршители кои што 3 години не продавал недвижност. Толку многу нема работа, да он не продал тоа што ќе се случи. Да вие после определено време ќе имате колеги кои што толку малку работа имаат, да они ќе ја заборават работата вие. Кажете ми, имате ли региони кај што не смеете да пристапите? Еве, не можете да наплатите, не можете. Имате ли региони каде што се смета дека постојат одредени региони во близина на Скопје, во делови од Македонија каде што па дури и општини во Скопје. Тоа е многу интересно прашање. Многу луѓе за ова ме прашуваат, мора да ви кажам. Добро. И апсолутно е во прашање фама. Не е тачно тоа. Тоа апсолутно не е тачно. Океј, одиме со телефоните да ги слушнеме гледачите што би сакале они да ве прашаат. Добро вечер, повелете во програма сте.
Ќе почекаме малку. Нема Телефонот е веќе некое време. Значи можеме да... Да. Еве, ајде. Добро вечер. Ало, добро вечер. Повелете, поставете прашање. Ева, гледач од Скопје. Значи, ме интересира, најпрво поздрав до гостинот. Вака, се работи за фирма, значи, од Скопје, каде што друга фирма му должи некој износ од 150.000 денари. Сега, човекот, тој должникот, веќе ја носи фирмата во пропаѓање и му останува само една кола од фирмата, каде што сето тоа беше пријавено на извршителот Скопје и човекот, извршителот не сакаше да попише колата 2 години. Со тоа што дојде до, а меѓувремено тој што должи пари ја има заложено колата во една од банките во Скопје и после 2 години, значи, си има продадено на својата жена. И така да ја ништо не добив од парите. И извршителот вика, што да правам, вика, ја не можам, вика, да попишувам, вика, не можам во банките да се пикам и останав без пари, да кажем, во моментот. Значи, да вашето... Да совет што понатаму. Вашето прашање, дали постапил, значи, еве, ја ќе го не може дали да се даде... извршителот сметате постапил и дали има Не уште можам да правни кажам. начин кој... да извршителот ја изврши наплатата на долгот? Значи, за да се даде точен одговор на ова прашање, некои работи мора да се проверат. Слушаме дека дефинитивно возилото не било попишано. За да се попише возилото, тоа физички мора да се пронајде. Не можете да вршите попис абстрактен. Мора да е присутен физички извршителот кај што да е го возилото, да го види, да го допре, што се вели. И сега ние имаме тука еден проблем, добро што го отвора прашање. Ние, за жал со МВР, не успеавме таа работа да довршиме. Еве, се уште сме во преговори да МВР не ги одзема возилата, да не ги дава, така како што правеше порано за судот. Од различни причини не е важно и оправдани се тие причини, не е важно, не успеавме да дојдеме до разбирачки. Ќе дојдеме веројатно, но се уште тоа не го правиме. Од таа причина, извршител за да фати возило, што прави? Иде у пола ноќ, го чека возилото кај што должникот живее, па не би ли го нашол во И тоа се трошоци. Нешто се троши, има нешто друго. Прво, ќе ви кажам, во населбата Јане Сандански аеродром. Тамо се огромни паркинзи, вие тешко можете кола, знаете, да изнајдете во тие огромни паркинзи. Кажете ми, може ли човеков нешто некому негде да се обрати? Може ли на комората да се обрати? Апсолутно дека може. Али само уште нешто кратко довршам. Значи, тоа е една работа. Дали прво возилото може да биде најдено? Второ, често пати луѓето погрешно сметаат дека возилото е на фирмата на должникот, а тоа може би е негов личен имот. Сега тоа не сум сигурен дали е таква ситуација. Дали влегува во тоа? Може не влегува во богатството на фирмата, него е личен имот. Луѓето знаете како, не разликуваат. Човекот ми ги зема парите, ми должи, што ми ја речива е колата. Не е така. Колата мора да се води на она лице што е пресудата задолжено да плати, на тоа правно лице. Така да не знам, меѓутоа крајно. Располагањето со возилото, Бидете дали малце да кратки, само концизни, располагањето да со возилото, според законот за извршување може да биде поништено. Значи секое дејствие со кое што вие отуѓувате свој имот во време на извршување нема правно дејство. Што му препорачувате на Нек си човекот? поднесе тужба, може да го поништи преносот на возилото, го врати назад. Продажбата на возилото е незаконита. Не можете да продавате сопствен имот за време на извршна постапка. Со тоа го оштетувате. Така. Разбирате? Така така може да си го врати. Ви благодарам за советот, а ние одиме со следниот гледач. Добро вечер. Добро вечер. Повелете во програма сте. Добро вечер. Добро вечер, повелете. Поставете. Поздрав гостинот, гледа дека е поштен човек, дека е народен човек, алал да нека му е. Ќе поставам две прашања. Првото прашање е под кои услови се одзема стан на странката и ако нема каде да живее, дали му се одзема станот? Првото прашање. И второто прашање, убаво е вака што е гостинот во емисија, убаво би било уште еден да биде од владата, премиерот или подпредседател. Добро, за тоа ќе се договориме накнадно, ќе има други гости овде, ќе има и од суд, ќе има се тоа. Значи конкретно сега за извршителите сме тука. Конкретно. Значи, конкретното прашање, се тоа што кажа господинот, значи од 1000 до 10.000 што доаѓа по тие лавиринти, ето тоа оди ДДВ, нати го, дај ми го, државата тука го собира кајмакот главниот, извршителите се само, што се вика, 100 луѓе, кои што на некој начин се нивна продолжена рака. Решението е многу едноставно. И да му го кажам на председателот на извршители, да го предложи таму, нека чујат и од власта, тоа се решава во еден потез.
тите 100 извршители да бидат на државна плата. И сите тие лавиринти, нати го, дај ми го судови, се плаќа ваму, се плаќа онаму, се решава во еден потез. Тука нема да има трошкови. Благодарам. Дали ме разбират? Благодарам. Што мислите вака? Да бидете во буџетот, да бидете на државна плата? Да, така беше. Така беше? Ние го имаме, така било до 2006, судот справедуваше извршување. И тоа извршување не беше особено различно од ова. Исто имаше суди, извршен судија имаше. Тој исто така имаше стручни соработници, така како што ние сега имаме наши помошнички кои што работиме документи и ги работиме заедно. И тогаш имаше судска архива, судски курири. Практично секој еден извршител е како мало судче, да речем. Кај е проблемот? Проблемот е во трошоците. Трошоците на извршување се секаде многу високи. Државата се одлучи да со еден куршум два зајци да отепе. Државата се спаси од своите буџетски расходи со тоа што го тргна тоа од судот, од друга страна постигна поголема ефикасност. Ефикасноста на извршувањето во приватни раце е неверојатни 10 пати поефикасно во однос на судското извршување. Човек е помотивиран тоа да го извршува. Помотивиран е, не е само до мотивираноста, се укинаа правните лекови. Второ, ние сме броеле во Скопје. Во Скопје порано имавме тројца извршни судии во единица и двајца во двојка. Тоа се 5 извршни судии, со еве вкупно 20 луѓе што работеле со нив. Вие по професија во суштина сте извршители поранешен или поранешни суте? Поранешен адвокат сум јас. Адвокат. А меѓу нас има и суди, има. Сакам да речам, во Скопје пред да се појави приватното извршување, извршуваа физички 20 на 30 луѓе. Ние сега сме во Скопје 35 извршитела, со нашите канцеларии сме можеби 200-300 луѓе. Ние сме многу луѓе. Не е само поефикасно извршувањето, бидејќи сме ние само позаинтересирани. Туку има и нешто друго. И се подобрија многу работи. Се појавија трансакциони сметки, се појави КИПС, транспарентноста на богатството на должникот е сега многу на повисок ниво во однос на она што беше 2005 година. Добро, ви благодарам. Одиме со следниот гледач. Добро вечер. Не одговориме за стан. За стан. Добро, Да. се извинувам. Ајде одговорете за стан. Малце сте опширни. За испразнување на станот, Да. тоа е предвидено во законот, за да се испразни станот, сега не го разбра прашањето до крај, дали треба да се продаде станот за да се се испразнува станот како резултат на продажба на станот или имаме презуда само за испразнување на стан. Во било која варијанта и од двете да е крајно исто се завршува, а тоа е се дава на должникот налог за присилно иселување, рокот за испразнување на станот е 8 дена. После 8 дена извршителот доаѓа со полиција и со клјучар, се крши вратата, се празни комплетно станот, се товари робата на камион и му се дава кај што сака должникот да му се однесе, ако одбива се носи у јавно складиште. Се менјава бравата и се дава клјучеви на новиот човек што треба да газда на станот. А станот се препишува веќе на името Не влие чива е собственоста на станот. Воопшто не се замараме ние со таа работа. Ако имало продажба на станот, ќе му се дадат документи на купувачот во катастар да се спроведе собственоста, а вамо паралелно се предава владението. Ако се продал стан, а човек живее во станот, 60 дена мора да го причекаме, да се он подготви за да се исели. Одиме со следниот гледач. Добро вечер. Добро вечер. Повелете во програма сте. Ве молам, повелете. До гостинот. Да, повелете. Едно прашање до него. Кажа дека судовите по надлежност нива вршат се извршителите. Зошто предметите ги чуваат 10 до 15 години судовите и за тоа време наплаќаат камати? Зошто судот кој имало можност на време не се ги наплатиле долговите? Може ли јас да ве прашам нешто? Повели. Дали сметате дека ова прашање е за до господинот Извршителот, извршител? да. Па онде е тој што треба да каже. Зошто судовите по 15 години ги чувале предметите таму? Нели Зошто мислите ги- дека ова прашање до судот, затоа што он не е од судот? Не Ако не е од судот, тој ги извршува, вика, по наредба на судот, ние ги извршуваме работите. Добро, ви благодарам за прашањето. Јас се обидов да бидам малце логичен во целава Така е. работа. Јас за жал не можам тука да помогнам многу. Таа е ситуацијата. Објаснете ја малце стручно. Значи Ве претходно молам зборуваме како за тоа. одговор за да Зборуваме претходно за бидејќи тоа. упорно, нели, гледачите зошто судот? Ја за жал вие не сте представник на судот. Не сум представник на судот. Дали судот има мал капацитет? Дали доверителите во Тоа може тоа да шпекулираме. Што да ви речам сега точно? Знам дека јас кога бев приправник во судот, на градски водовод му требаше 2 милиона марки да пушти тужба за сите што не му платиле вода. Он ги немаше парите ни за такса за тужба, а камоли да
Замислете колку пари он чека од тие предмети за вода, така натаму. И сега, кој е тука виновен? Не може да ви кажам кој е виновен. Зашто водовод, да речеме, долго време не ги пуштал тужбите? Може ли да има некоја спрега, ајде да речем, некоја непринципијална коалиција помеѓу доверител и судот, каде што они со адвокатурите си прават тој дел и тоа се... Како може, не знам, не сте должни да ми одговорите на ова, не мора. Но ако сакате да шпекулирате, ја ви оставам простор. Ја мислам дека оваа ситуација... Како може некој... Сега имам долг 20-30 денари. И сега тој 20-30 денари нема да му ги извадам сега за наплата, тоа ќе чекам 20 години, која обемот ќе се зголеми, која ќе ми биде сериозна наплата. Нели, како што овие последниве 2 години одредени компании сега им пуштија и затоа се дигна толку фрка, нели? Ја викам, тоа е права шема, да сум директор јас на тоа предпријатие, така би чекал. Не би пуштил барање за 20 денари кој одма ќе ми го платат. Чекам камата на камата, па тоа ќе расте и така натаму. Постои ли некаков начин да они незаконски таа спрега, да тоа стои у фиока? Како успева тоа 20 години да се истркало у суд? Тоа не ми е јасно. И мене не ми е јасно како можело да 14, 15, 20 години седи во судот, а судот да не постапува. Меѓутоа едно ќе ви кажам, оваа ситуација не е од сега. Оваа ситуација е сигурно од 85-6 година, а може би од подоцна. Дефинитивно е од пред осамостојувањето на Македонија. Тоа сум убеден во тоа. Зашто? Така работеше системот тогаш? Апсолутно. Апсолутно збор да нема за тоа. И уште не можеме од тие опашки да се сега ослободиме? веќе не е така. Ама е опашката ова планина од 500. Гледайте, немаме ние проблем со новите предмети. Значи сметки што не се плаќаат 2012-13 нема врска. Така. 500.000 предмети се проблем. Кога таа планина некако ќе се разреши, нема више дискусија ги имаме. Овие се сметки од 91, 92, 93. Тоа е. И како се вади? Добро, баш ја да ќе ви барам, кажам, јас сигурно ќе донесам некого. Баш да ви кажам, или и они се министерот на правда. и они се во една ситуација никаква, затоа што не им е воопшто одржана базата на податоци. Имаат огромен број на луѓе со недоволно јасни адреси. Милен Младеновски, село Миладиновци. Идете во село Миладиновци, тамо 4-5 души такво име имаат. Имате вие кај сметкиве за струја, да речем, интересна ситуација. Одам во село, викам, каде е Хасан? Вика, зашто ти е? Викам, треба да нешто му доставам. Добро, вика, го вика Хасан, доаѓа Хасан Волков. Детето го крстиле под дедото. Дедото починал, а Хасан Малиот жив. И сега очигледно дека е овие од дистрибуција не го знаат матечниот број. Кога би го знаеле матечниот број. Ме заебаваш. Апсолутно е многу често. Не ме зези. Апсолутно е многу често. Можам да ви кажам да дека да не ти го прават тоа тебе, ова што ти го изговорив јас. Не. Апсолутно. Или ќе ми речат така, или ќе ми речат него онде лежи, нели на гробиште така. Кога ќе влезеш у овие, например, зониве на сививе зони што ги нарекуваме, Рачиново, Дижонска, Чаери, така натаму и така натаму, се чувствуваш безбеден? Апсолутно. Одиме со следниот гледач. Добро вечер. Добро вечер. Повелете во програма сте. Конкретно прашање до извршител. Да? Како тоа вистина се жали дека се нарапна екзистенција извршителите, која статистика за 2013 година покажува дека секој извршител заработил во просек по 103.000 евра, што е 10 пати повеќе од просечната годишна заработка за еден македонец. Ако може да објасни на крај. Заработка или наплата е ова? Заработка, значи Заработка. секој извршител заработил по 103.000 евра просечно. Бидете љубезни, од каде ви е податоков само? Во дневник. Во Дневник беше објавен. Значи, има сите портали, али податок Добро. од Дневник. Ви благодарам. Повелете. Може да е оваа бројка точна, не ја знам точната бројка, може да е точна. Меѓутоа имам неколку забелешки на оваа работа. Прво, ние можеме 90% од луѓето во Македонија да јадат зелка, 10% месо, просечно сите јаделе сарма, меѓутоа не е тоа точно. Најголемиот дел сепак и понатаму јаделе зелка. Сакам да речам, просекот ништо не значи. Али има и нешто друго. И да ја земеме таа просечна бројка дека е точна. Ако е таа бројка точна, ја би те замолил едно банерче да пуштиш кај мене у емисија. Ќе ви кажам што. Вака би било Тоа фино. станува збор за прилив на извршителот од кој што он ги елементира понатаму своите расходи. Значи извршителот од таа пара. Значи 100.000 евра, тоа се 10.000 евра месечно да речеме. Значи така. тоа не е профитот, сакате да Не, ми тоа е кажете. бруто приливот. Он после тоа плаќа плата на вработените,
Ние во комората имаме вработено негде под 500 луѓе, сите извршители. Значи просечна вработеност е по канцеларија околу 5 души. Плаќа, нели, закупнина, моторно возило кој има едно за да врши достава, плаќа техничка опрема, компјутери, тонери и така натаму и така натаму. Така да трошоците на извршителот не се воопшто мали. Ние не можеме да ангажираме работна сила така како што прават, да речеме, нашите колеги адвокати, кои што ангажираат луѓе кои што се приправници, волонтери и така натаму. Ние сме, знаете како, помешана институција сме, како се тоа. Сме и правници, но спроведуваме и платен промет. Ние сме минатата година наплатиле 127 милиони евра. Тоа значи 127 милиони евра поминале из нашите канцеларии. Ние сме, се разбира, паресхалан оваа финансиска институција. Бидејќи работиме, сме изработиле 127 милиони. Тоа кошта. Ние луѓето ги плаќаме за тоа го работат. Плаќаме осигурување, плаќаме обезбедување физичко. Колку имате вработени? Јас имам 15. Колку има просечна плата на вашите вработени? Околу 20.000. Околу 20.000. Да. Се разбира, некој под, некој над. И сега тука нека се направи математика. Нека се направи некоја математика, тоа не се мали трошоци. Добро. Плюс придонеси, плюс. Добро. Така е, така е. Одиме со следниот гледач. Добро вечер. Ало, добро вечер. Повелете во програма сте. Гледач од Куманово. Да, повелете. Едно прашање до гостинот. Повелете. Вака, имав судски процес против мене во Томје суд во Куманово, 6 години траеше под суд. Ме добија на судот и се додели оште да треба да платам 4.500 евра. Доверителот со пресудата оди кај извршител, ја носи пресудава, извршителот ми наплатува пари од сметка. Јас пуштам приговор до председникот на суд, пошто наоѓам документи дека постапката во судот не е водена како што треба, и председникот на судот му налага на извршителот да ми ги врати парите. Истиот доверител со истава пресуда оди кај друг извршител. И друг извршител пак ми блокира сметка. Од што? Првиот извршител за тоа извршување ми траеше 30.000 денари. А вториот извршител за истото извршување бара 60.000 денари. Тоа е прашање. Имате коментар, господине? Имам. Секој извршител има право да побара од странката доверителка аванс на трошоци. Колкав е тој аванс одлучува секој извршител засебно. Зошто аванс на трошоци? Затоа што може да има трошоци во постапката за кои што извршителот може однапред да ги побара. Бидејќи трошоците на постапката ги поднесува доверителот, а после тоа се превалува на товар на должникот. Према тоа секој, еве за пример за оние пописи прешко што ги споменавме, секој пат извршителот бара авансно пари за плати полицијата, весникот, магазинот, носачите, камионот и така натаму. Авансно се бара. После ако се наплати нешто, парите ќе се вратат. Зашто сега сега малку ми е нејасно, ако се вршело наплата на пари од сметка, 60.000 или како рече 30.000 аванс, како премногу да е, само за блокирање на сметка. Тоа е невообичаено висок аванс. Меѓутоа, не е ни тоа толку важно. Зашто? Затоа што кога ќе заврши постапката, странката има право да си побара спецификација на трошоците. Не може тука никако, не дај Боже, да дојде до злоупотреба на тарифата и да се тарифира десија кои што не се превземени или да се презима десија кои што се непотребни. Во конкретниот случај, ако станува збор само за блокирање на сметка на правното лице, 60.000 е премногу пари. Затоа што тука нема многу действија. Значи, вие имате право да барате авансно од доверителот, да. од доверителот. Да. Дали такво нешто сте земале до сега, например, од овие компании кои се сега извикани за Земаме и од нив. Земаме и од нив, да. Нели тоа на некој начин создава, како да кажам, пристрасност, некоја врска дека сте платени, дека веќе едноставно ме разбирате? Да, разбирам што зборувате. Дури она што не сакам да употребам појаки зборови. Сега ќе ви кажам. Во Холандија, да речеме, тамо доверителот него нарекуваат доверител. Они велат, зошто да се замајаваме со тој термин, тој е всушност наш клиент. Ние во Македонија го немаме тој термин клиент на доверителот. Ние велиме во постапката постојат доверител и должник. Извршителот е должен да внимава на двете страни и е должен да ја задржи својата непристрасна објективна позиција во постапката. Меѓутоа не може да избегаме од тоа дека на вистина извршителот има интерес да се наплати предметот.
Он има интерес да го наплати предметот. Он добија процентуална награда за тоа. Тоа не е тајна. Значи, во овие, што ви ги покажам тука табели, ние имаме наплатување по 3 основи. Едното е цена за администрирање. Таа се движи од 5 до 100 евра. Второ е цена на секое конкретно действие. Уште едно јавување ќе одиме. Режија, уште едно јавување пред вториот блок реклами. Добро вечер, повелете, а после тоа ќе прашање што пристигна на Facebook. Имате така. На мојот. Да видам, во овој момент отварам. Добро вечер, повелете, во програма сте. Ало? Добро вечер. Добро вечер. Поставете прашање. Да ве замолам, ние имаме 2 предмети до Комора на извршители дадохме писмено, бевме и усмено, лично се видовме со извршителите. Меѓутоа, писмено одговор не добивме, а усмено одма ги штитеа, вика и ние сме извршители, одма ги штитеа. А едната извршителка од 115.000 на 300.000 долгот го направи и сега као сме ние, јас и мажот ми не зима пензија, јас зимам. Не може извршителката да го стави целиот долг на мене. И јас не ми одговорија ни од Комора, ни од нигде. И они си ги штитат, они сите се заедно. Јас не сум знаела тоа дека од цела Македонија извршители биле, јас мислам 6 члена, а оно биле нон-стоп се менувале извршители, значи таму се во Комора извршители. И како они ќе се напаѓаат и уопште бар нешто да ни одговорија, да кажа овде сте во право, овде не. Значи нон-стоп се сеја они во право. Ние граѓаните нигде не можеме да се пожалиме. Ако може да ми одговори господин, благодарам. Нема никаков проблем. Се разбира дека тоа е моја лична одговорност да ги проследам овие представки. Ние во Комората добиваме помеѓу 400 и 500 представки годишно и врз основа на тие представки црпиме материјал за евентуално иницирање на дисциплинска постапка. Меѓутоа, дисциплинската постапка иницира и Министерството за правда. Така да не може да дојде до прикривање или до попуштање или до штитење на некој извршител. Така да гледачката нека се обрати повторно во Комората, че го разгледаме предметот, меѓутоа можеби одговорот е многу едноставен. Ако добро ја разбрав, станува проблем за тоа зошто долгот е натоварен само на неа, иако се должници и тај незиниот сопруг. Одговорот е едноставен. Нека погледне во пресудата. Дали е утврдена солидарност во врската. Ако судот ги задолжил солидарно да ја платат врската, тогаш е правилно постапено и сиот долг може да се наплати од било кого, било од едниот, било од вториот тужен. Ако пак нема утврдена солидарност, онда е погрешно постапено од страна на извршителот. Може тоа да се префрли врз децата? Може, треба да се спроведе оставинска постапка. Одиме со реклами, вториот блок, веднаш потоа продолжуваме со прашањата кои ги поставивте на Facebook, но на мојата страна. Тие што ги поставивте како прашања лично до мене во инбокс, не можам сега да имам престап до нив, жалам. Господин Станковиќ, како ви изгледа разговорот до сега? Мислам дека сосема во ред, гледачите се јавуваат, нешто да појасниме, да им раскажеме ако можеме. Коректно ви делува разговоров? Сосема. Да? Немаше потреба од никакви закани, ништо, вона и така натаму и така натаму? Ништо. Добро. Предпоставувам дека ме бие лош глас. Така е. Не. Тоа значи онтолошко промашување, потполно незнаење како ги терам јас интервјуата. Мене не ми е овдека намера никого да напаѓам, мене ми е да истерам што е можно повеќе на виделина. А заклучоците ќе ги донесат гледачите, без оглед на тоа што вие ќе кажете, вистина или не. Моје е да ви дадам простор што е можно повеќе и што е можно повеќе прашања за одговори кои и тоа како заслужуваат. Без оглед што можеби имаше доста прашања кои не се однесува на вас. Има едно прашање многу конкретно. Вели, што во случај... Режија не мора компјутерот да иде. Режија не мора. Да, благодарам. Што во случај ако тој што треба да го наплатите е починат? Штом ќе узна извршителот дека странката починала,
веднаш мора да донесе заклучок за прекин извршувањето. Тоа значи привремено застанување со превземање на извршни действија, Од било каков вид? од било каков вид, Дури и запленување на имоти и така натаму? меѓутоа остануваат заплените. А заплените остануваат? Например, ако имало прибелешка во катастар, таа ќе остане. Обврска е на доверителот да преку надлежниот нотар да спроведе оставинска постапка и да видиме дали ќе дојде до сукцесија на обврската. Дали законските наследници или другите наследници, наследувајќи ги правата на покојникот, ќе ја наследат и неговата обврска. Не можете да наследите обврски ако не сте наследиле права. Тоа би било Добро. тоа со смрт. Вака, на телевизија сте изјавиле дека според законот на граѓаните треба да им се сопираат само 1/3 од платите за долговите, а после една недела сте му собрале на господинот Игор Јосифовски сте му собрале цела плата од 11.000 денари 3 месеци, што значи 9.000 денари кај вас идало како награда и бонуса, он бил 3 месеца без плата. Можно е. Зошто Можно е. така? Нели законот не дозволува цела плата да се Да, запре? затоа што извршителот може да блокира плата на должникот и кога ќе ја блокира плата на должникот кај неговиот работодавач, во таков случај оди таа третина, односно по случок половина кога издршка за дете. Меѓутоа кога се блокира сметката во банка, таму е на преска што го зборувавме, нема таква контрола дали е третина, петина, нема врска. Таму се блокира 100%. И во таков случај извршителот ги чека оние 15 дена што ги споменав, за должникот ако е вработен да рече, пример, вработен сум или сум пензионер, да дојде да достави доказ до извршителската канцеларија и тогаш извршителот ќе го разблокира должникот, неговата трансакциона сметка и ќе спроведе нов налог за извршување врз неговата плата или пензија. Овој господин Игор кој што го прочитавте, веројатно пропуштил да пријави во мојата канцеларија дека тој е во редовен работен однос. Ако тој не го пријавил, тој јас не можам да го знам тоа. Дали должникот има право, во што сум сигурен дека има, тврди Веле Новаковски, пред да биде блокирана, например, транзакцијската сметка за наплата, да биде известен и да му се даде рок и простор да го исплати долгото, а не право да му се блокира сметката, да не знае зошто не добил и така натаму. Мене истото ми го направија. Да. Ја имав големи расправи, бев многу дрзок и спрема извршителот, кој за жал, после мојот дрзок однос, одма омекна, па најдовме одма решенија, а и исто со банката имаше големи проблеми. Значи, одеднаш доаѓа долг, татко ми изгодил, не е важно. Важно, одеднаш мене ми е блокирана сметката. Не е проблем, ја можев да ги вратам парите. Ја можев да ги исплатам парите. Ама затоа што ме ставија во таква ситуација, предизвика револт, па ја ги искористив сите можни начини на ја лично да се одбранам и беше прилично болно и за банката и за извршителот. И ја изгубив многу нерви, ама го возвратив ударот многу дрско. Значи многу дрско. Дури на крај остана така да му реков откако ќе те исплатам за да сум уверен, бидејќи немам доверба и имам право да немам доверба, сакам да ми испратите дека јас долгот спрема вас те ми го наплатиле и дека ја не ви должам никакви пари. Го снема, не ćеше повеќе ни на телефон. Така е. Дали имам ја право на такво нешто? Не. 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 Значи, Како ја можам да се заштитам од природно е- евентуално самоволија ако некој 2 пати или повеќе ми земе и така натаму и така натаму? Не, тука не е тоа проблем. Значи, вие апсолутно имате право да направите увид во предметот, да направите, ако треба, и копија од списите, да направите увид во оние копија од изводи кои што ги добиваме ние секојдневно, колку пари од вас се одземени, за да нема дилема колку пари ви се земени на вас. Па ја токму тоа ми требаше. Значи, доказ дека некаков писмен доказ дека е тоа и дека е завршено, дека утре нема да ми Значи, се... извршителот може да ви издаде како спецификација на наплатените извршни трошоци, Добро. како и да ви достави известување по ваше барање за тоа колку пари ви наплатил. Тоа не го добив. Бидејќи вие често пати како странка нормално уствари е тоа, да не може да знаете од вашите 100.000 денови што ги... Вие знаете колку немате, немате 100.000. И тоа не знаете од тие 100 што ги немате, дали се 50 трошоци на извршителот или 30 или 20 или камата колку е што е, структурата не ја знаете нешто. И се разбира дека имате право да побарате известување од извршителот за ова прашање. Ако извршителот одбие тоа да го стори,
тогаш може да направите две работи. Можете да го пријавите во комората дека ја повредува неговата служба. Можете меѓутоа и во нешто друго да направите, што би било многу попогодно, а тоа е да му решите на извршителот во ред, ако не сакате тоа да ми го дадете, дајте ми заклучок дека ме одбивате тоа да ми го дадете. За да ја врз основа на тој заклучок ги користам своите права пред председателот на судот. Не може да стапам веќе во контекст бидејќи на вие него. имате очигледно поинакво гледање на правото од мене, а тие спорови ги решава председателот на судот, та и ако тој не го донесе решението што јас го очекувам, имам право на жалба. Добро. Во однос на прашањето дека повеќе не ложам, тоа не можеме да го направиме, затоа што извршителот за жал е врзан со неговата служба која што е определена во Законот за извршување и во Законот за извршување не е предвидено да извршител дава потврди. Добро. А новиот закон кој што го работиме во соработка со Министерството за правда го предвидува тоа, бидејќи праксата која вие го барате, сите го бараат уствари. Па нормално. Сега не сите, али го бараат. Ама нормално. Нормално е тоа. Тоа е во поглед тоа. Во поглед на известувањето дека ќе бидете блокиран, тоа го нема, нити го икогаш имало кај нас, од логична причина. Ако вие ги известувате луѓето дека ќе бидат блокирани, они ќе ги земат парите. Иначе известувањето всушност го имате вие. Тоа е она доставување на судското писмено кај што вие сте осудени на некоја обврска. Проблемот е што Тоа често народ пати не луѓе го не знаат. не често пати, тоа не го добива народот. Да не се лажеме сега да Ама не го добиваат. Не го Што да добиваат. правиме ние? Еве, и ќе ви кажам зашто не го добиваат. Затоа што Македонски пошти, како ја врши доставата, ја врши. Според прописот последен што е важечки, ако дојде поштарот и ако вас не ве најде дома, ќе ви остави известување. Ако вие не отидете у пошта да го подигнете известувањето, се смета дека сте уредно доставен. Ете тоа е. Лиле Стојчевска ме прашува што станува со застарените барања. Господјо Стојчевска, ве молам гледајте емисијата од почеток. Имам случај кај господинот Гордан по барување 200.000 денари, се беше во ред, почнав да плаќам секој месец по 3.000 денари. Некој Владко Давид Ѓорѓиевски. Да читам понатаму? Не. Ова е јавно објавен. Долгот си течеше, плаќам цели 3 години со договор. Прошлиот месец на работа ми стигна друг предмет, побарување 45.000 денари. И сметководителката да ми се јави, ми каже дека она мора да ги уплати или од мојата плата да земе 1/3. Отидов кај Гордан, му кажав дека што се случило. Вика, мене не ме интересира, ти кај мене веќе си плаќаш, имаш долг и мора така да продолжиш. А јас веќе од сметка ми земаат 1/3. Како да одвојам од остатокот од нив и да платам? Значи, ова е случај кога вие му земате 1/3, Ќе чека така? редица вториот предмет. Значи првиот предмет му е да кажем му е заангажирал неговата расположлива третина. Еве уште еден предмет. Ако се доаѓа уште еден предмет. Ќе чека редица. Ќе чека ред првиот да се заврши. Значи внимавајте, во извршувањето имаме приоритетно намирување. Првиот ќе се намери целосно, па вториот, па третиот. Во стечај пропорционално намирување. Не може двајца одеднаш Не да може. наплатуваат. Не може. Ако е некој вака добро натафиран скопски фраер Не со може. многу Знаете камен. како може 20 истовремено? Ама па истиот принцип е прашање. Така. Ако се продаде стан од 100.000 евра, а вие чекате 30, а некој чека 20, идејќи има очигледно и за 20 пари. Ама тоа е истично. Тоа е кога е во прашање продолжба на недвижност. Што донесувате заклучок од реакциите што ги имате таму, од емисиите овдека што беа, од прашањава овдека што ви се поставува по телефон? Што заклучувате вие од цела оваа приказна? Заклучувам дека сум задоволен во тоа поради тоа што во јавноста има подобрување на сознанието што е таа работа извршител, приватно извршување така натаму. Мислам дека приватното извршување во Македонија постигна целосен успех. Дури ми се чини и поголем успех него што се надева во Министерството, а тоа е во Македонија се подигна, апсолутно се подигна општиот ниво на правна култура и правна дисциплина. Ние тоа го забележуваме и од оценките што ги дава во Doing Business Светска банка, во која што се забележува на Македонија дека есконтната каматна стапка во Македонија, која што во себе содржи и дел поради ризик на монетарниот систем, е кај нас во постојано од година во година во пад. Кај нас опаѓаат каматните стапки и поради тоа што извршувањето е добро ефикасно. Секоја камата во себе содржи и ризик. Во Македонија тој дел од каматата опаѓа поради тоа. Истовремено Македонија во споредба со околните земји има најниски или на второ место по обратно, значи имаме скоро најмали трошоци на извршување. Имаме најниски трошоци во поглед на сите останати земји. Мислам само Албанија беше пред нас во тоа колку сме ефтини. Дали сметате
конечно, дека извршителите, вие, како извршители, работите законски. Апсолутно. Дали го чувствувате социјалниот момент и незадоволството кај граѓаните дека е се поголемо и поголемо? Особено со овие предметиве, велите и сам, 2011, 2012, 2013, луѓето и немаат проблем, ги плаќаат и така натаму. Но ова, што земавте учество во еден, еве ја ќе го кажам тоа, на моја одговорност нека биде зборов, не го ставам во ваше уста. Криминал, рекет од одредени компании да вадат камата на камати. Мислам дека ако ништо, ја не знам, ја зборам само како човек од име на луѓето. Можевте да ги одбиете. Можевте да испаднете херои на ова општество. Барем у еден сегмент да ги заштитите. Затоа што јасно вие не сте глупави луѓе. Вие сте, знаете што највише ме боли? Што вие сте интелигентни луѓе. Вие добро разбирате што се случува, многу ви е јасно. Но вие си имате законот ве штити. И потполно, иако ве прашувам законски работите, апсолутно сте во право. И ја тука симнувам кап. Но пак се враќаме како што почнавме. Тоа не значи дека и праведно, ако е законски. Знаете како Дали ние... мислите дека овој гнев кај народот може да ескалира? Ја ово ќе идам и кај прашањата. Не знам дали гневот е резултат само на овие вакви одлуки кои што ги донесуваат. Гледате, такви одлуки се донесуваат постојано и од страна на нотарите. Они добијат добар дел од тие предмети и они се уште ги изработуваат тие платни налози, во кои што го има ова вие што го зборувате. А тоа се такви, да речам, зверски камати. И они се врзани со законот. Едино решение е да го смениме законот. Што треба да се смени во законот? Оно што ви го реков, и новинарите го перцепираат. Значи, не е овде проблем само извршители, само суд и така натаму. Целиот систем, како се вика тоа, закон за облигациони односи, така? Тој закон треба по вас треба да се подобри, да и вие бидете, да не бидете, нели, бидејќи гледам прилично сте онака крут човек, очигледно дека во животов сте виделе се и се што во вашава работа и тоа ви изменува, нели? Не сте мек човек, опуштен, кој живее на облаци и се занимава со јога. Очигледно имате стресна ситуација од која гледате што се случува. И вам, затоа сега ви влечам со клешти да излечам зборови од вас. Што е тоа по вас, што сметате дека треба да се смени за да и вие имате достоинствена професија и ние да си знаеме кога кој ни тропнете на врата дека ние сме го прекардашиле, а не да бидеме жртви на криминално однесу. Криминал е, ако е законски. Криминално е законското однесување. 20 години камата. Тоа нигде го нема. Дали верува дека ја затварам очи, сонувам факели, маса народ со факели како веќе почнува да пали. И тоа не ви го зборам вас како закана. Не. Ја тоа го зборам јавно, сакам да го чуе дека ќе му збогти се на народот. Дека допрва ќе видиме. Првин ќе почне лично себе, ќе се фрлаат под коли, на крај ќе почне веќе да реагира за да се заштити. Бидејќи ја пак велам, ја разбирам да не сум платил сметка година, 2, 3, некој камата на камата да ми извади од пред 20 години. Па тоа и живување. И сето тоа, системов законов го оправдува, вика законски. Нема да може. Ја мислам дека решението е во промена на Закон за облигациони односи. Се разбира, има многу поголеми слушњаци од мене што занимаваат цел живот со граѓанско материјално право. Ама вие сте на терен, вие кој што знаете, никој не знае. Нашето беше да предложиме идеја, која што треба да се разгледа, да се види она што го споменав, да привремено се стави во сила одредбата за камата за овие предмети, за да се наплати главницата, тоа е во ред. Дури имаше и вакви ситуации. Вели, често пати луѓето незадоволни, не сум добил и ако не сте добили достава, тоа често пати значи дека имате услови да побарате повторување на постапката, бидејќи имате право да ја добиете таа достава. Народот многу не ги знае своите правни лекови. Доверителите имаат цели адвокатски, сам ги кажавте, па они имаат цели адвокатски канцелари. Не, друго е проблемот. Најдеше проблемот. Проблемот е да вие ангажирате адвокати да одите на суд во постапка за повторување на постапката за долг од 1000 денари,
вие до тогаш многу поише пари ќе дадете. Апсолутно. Најчесто луѓето викаат, ајде нека оди сега што да прави. Да, затоа што уште 3 пати повеќе ќе некој што има пари, ајде вика за 100-200 евра ќе дадам, некој па што нема пари вика се едно секако нема, али има нешто друго. Вие да ја повторите постапката, пак ќе ве осудат, пошто најверојатно вие сепак должите. Углавном, пошто никој не ги чува сметки дека плати. И затоа луѓето дигаат раце. И не е проблемот во главницата, проблемот е во каматата. И никој не се буни за главницата. Проблемот е во каматата. Дали можеме некако да најдеме начин да го смениме законот, барем во привремена некоја промена. Да се отпишат тие камати нека. Само со закон може тоа. Не може поинаку. Што мислите? Кој би требало следен гостин да биде овде на вашето столче после овој разговор? Па јас посакувам да биде заедно со мене новиот министар за правда. Вие сте ВД председател на Комората на извршители, но и вие имате нов председател веќе. Да, тој е Зоран Петрески, извршител од Скопје. Не сум веден, него сум актинг, нели? Актинг, да, добро, актинг. До утре. До утре. До утре. До утре ви е, де факто. Ова е вашето последен настав како председател. Последната песна. Утре стапува на функцијата новиот председател. Добро. Ние тоа го во Комората направивме, да кажем така како што треба, тоа е претходно пред неколку месеци го избравме и комплетната управа се преклопува за да ги пренесеме и познанствата, и активностите, и тоа во странство што сме го работеле, и работењето особено што е најважно со Министерството за правда. За жал, нашиот проект со промена на законот за извршување не успеа до крај, дојде до влада и застана тука, дојде предвремените избори. Сега сме сите оптимисти, живи и здрави да сме од есен, претпоставам сега, дури се конституира собрание, па ќе фати одмори. Од есен да продолжиме со таа работа. Особено сме благодарни на министерот Блерин Беџети што ни овозможи таа работа досега да ја истераме како што истеравме. Мислиме дека е постигнат добар законски текст кој што ќе биде во прилог на сите. Ќе ја подобри постапката, ќе ја забрза Тој драфт веќе може имаше достапен некако го има на ЕНЕР, да. Може да се чита, тој во себе содржи толку многу измени да на крај немаше измени и дополнување на закон, него сосема со нов законски текст оди. Да кажеме некои детали од тој нов закон, да речеме во сегашниот закон имаме една одредба која што вели дека доверителот може да предложи на второто јавно надавање да куќата се продаде и за цена пониска од 2/3. Значи, ние имавме една ситуација од стариот закон, да ако е куќата проценета на 100.000 евра, на втора продажба не сме да се продаде под 66.600, под 2/3. Овој закон што е во сила, овозможува да доверителот предложи да се продаде недвижноста и за 1 евро. Ние во Комората мислиме дека тоа не е праведно. И предложивме да прво да се укине таа можност, да не може доверителот да предложи толку големо опаѓање на вредноста на недвижностите. И второ, да опаѓањето на вредноста не е 1/3, туку 1/4, значи нешто помалку да се опаѓа. Зашто? Со цел да се спречи уништување на вредностите. Сега тука малку ќе се јави проблем со проценителите, бидејќи цената не може да опаѓа многу, сега ќе се проблем проценката дали е добра. Ако неправилно е високо проценето, нема да може да се продаде. Ќе видиме како ќе функционира пракса, но сепак е на некој начин еден гест во смисла на правата на должник. Ова што беше зачување на парите 15 дена, ќе влезе со така како законски текст. Мислам дека има доста подобрувања. Крајно, ако имате вие побрза постапка, таа помалку трошкови пре, па е тоа и во интерес на должникот. И крајно внимавајте, ние сме го законот правиле да е добар и за доверителите. Да не ги заборавиме. Тоа се нашите инвеститори. Македонија цело време се бори да привлече странски инвеститори. Па како ќе привлечете странски инвеститори Апсолутно, ако немате системот апсолутно владење на правото? А кажете ми, може ли во некоја процедура, само остана ова како последно прашање да се, прости, сега ми излезе повторно на радар, се извинувам, требаше ова да биде завршен збор, простете ми, дали може да се тргне во наплата, а да нема судско решение? Дали вие исклучиво работите по судски решенија? Дали може нема да се начин. Нема начин. Нема начин. Значи мора да има нешто мора да има судска извршна основа. исправа, така? која што е донесува или суд, или управен орган, или нотар. Или нотар. Или нотар, или суд, или управен орган. 90, чекај вака у проценти да поделиме. Едно 80% е од нотар, сега, едно 19,5% е од суд и нема ни 1% од управен орган, тие се извонредно ретки. Ви благодарам за вечерашното учество, ви благодарам на трпението и исцрпните одговори. Мене и на пошироката јавност ни се разјаснија многу работи, но ова како процес
како тема, јас ќе го развивам и понатаму. Ево, А ја благодарам. вам ви благодарам за учеството. Благодарам на поканата. Почитувани гледачи, тоа беше се за вечера. Благодарам за вашето внимание. Лека ноќ и пријатно.